Велики поздрав, драги гледалци, još една емисија, овог пута специјал македонски кој дугуваме и наша емисија на по едну, а сад ќе да се пребацим на македонски јазик. Долго чекана емисија и специјал трета поред на по едну со Мигеловски и како што кажав и пред некое време и најавив дека ќе имаме гостин и за мене една изузетно драга особа и дечко кој што поминав и како противник убави години, без разлика што ми даваше по 30 поени, но и како човек и како некој кој што е според мене еден од најдобрите плеймекери на сите времиња во Македонија. Мојот денешен гостин Александар Аце Костовски. Добро ни дојде. Добро ве најдов и фала многу за поканата и едва чекав искрено да се најде слободен момент да дојдам да се подружиме, пошто си знаеме. Добро, те чекавме малце, али добро. Знаеме ние да се дружиме на различен начин. Да. Ќе се снајдеме ние, не е проблем него. Ајде сега се малце специфична ситуација. Фала ти што дојде и што одвои време, бидејќи знаеме дека во тек е сезоната и навистина уште еднаш да ти благодарам. А на моим пријателјima и нашим пријателјima кои пратат наш канал желим да кажем да наставите нас пратите на Инстаграм страницама, на TikToku, на YouTube. Хвала вам што нас пратите и запратите нас со што веќен број покана и до браќа македонци, што повише да не пратат. Ќе се потрудиме да има што повише гости и да се надевам дека ќе продолжиме во ист стил. Аце, ајде да почнеме зошто кошарка, воопшто од почеток. Како почна таа љубов? Па вака, кошарка беше втор план, морам да признам, као секое дете, прво нели се сочуваш со фудбалска топка и желбата беше да се станува фудбалер. Меѓутоа, кај што повише пари има. Кај што има, меѓутоа сплетна околности некој на сам почеток кога се упишува во тие клубови, не можев да го издржам тоа темпо тренирање надвор, па добив една болест која што, да кажам, и ми беше препорачано подоцна од доктор, да едноставно ти ако се бавиш со фудбал, многу често можеби ќе бидеш и болен, може настинати тие работи. Да. И едноставно што ќе правам, јас малце тука и се разочарав искрено. Да. И потекнувам од сериозна кошаркарска фамилија. Знаеме тоа. Која што во тој период многу навиваше јас да се вратам на спорт, поготово на кошарка. И беше многу спонтано, едно сабајле татко ми вика те носам, станувај. Порано знаете, работнички беше институција и се уште е. Иако некои работи треба да се пробат. Тоа е наш клуб, така не може да биде тоа. И имаше селекции кои што се вршеа во одредени датуми и тоа беше едно од тие денови. Татко ми само ме разбуди, ме зема и вика ајде одиме. Каде одиме? Не е битно каде. Те носам. Со ранче ја излагам од дома и едноставно, иако човекот ги познаваше сите тренери, стварно немаше никакво влијание, едноставно само ме однесе пред градски парк и ми вика ќе те земам за 2 сата. Влагај затре. И ја викам, двака си одам, влагам у сала, гледам 500 деца, мислам, сега грубо кажано 500 деца од цела Македонија. Дошле. Кога се сакаше кошарка? Да, кога беше, реално беше, мислам дека привилегија да си кошарка. Така. И така беше, тоа е првиот почеток кај што јас влагам у сала и се соочувам со тоа се таму и тој хаос што се случува, пошто сепак да бидеш ти некој член на работнички, тогаш беше привилегија и беше и статус и беше нешто што сањаа многу деца. Навистина. Многу деца сака и таму пројдов некои селекции, подоцна да скратиме, не е ни важно, и влегов за многу кратко време во некоја група напредна, која што беше, да кажам, повозрасти од мене, ама беа тука, па генерација 2, тоа како беше 12, 14, 16, 18, ама многу близко до прв тим. До прв и втор тим имаше тогаш работнички. Да. И тогаш со Цевка, Бог да го прости, со Цевка, да, имаше неколку тренери задолжени за млади категории, така почнав таму и подоцна нели? Замина патот каде што треба. Тоа беа почетоците. Да, почетоците. Кажи ми, патот те однесе во Франција, во Портез, 2004-та, мислам дека беше таму до 2006-та. Како воопшто отиде таму и како ти беше тој престој таму? Како спомени ти остана? Па, феноменално. Ако се зборам за таму, ќе треба да дојдам уште неколку пати. Ќе дојдеш? И тоа сега постам, така да кој ќе мрсам ќе дојдам. Да.
Па имаше едно европско првенство тогаш Б дивизија во Брајтон и ние настапувавме тогаш, да, ние настапувавме таму, генерација до 16 години. И таму нормално како и секогаш имало скаути, тренери од различни држави, екипи. И јас бев избран и јас и Бојан Трековски. Да, Боки. Мојот бивш симер, поздрав до Боки. Поздрав до Боки. Бевме избрани на крајот турнирот во прва петорка. И тоа остан таму, некој го приметил, го видел и веќе кога се вративме од таму, знам дека дома татко ми нешто почна ме зафркава, ќе збориш француски, ќе возиш француски коли, а ние научени дома со голф, знаеш германски и сега викам што ми збори човеков сега, што е муабетот. И тоа да ти дошле они веќе во Скопје и да требало да се видат, нели тогаш ти си малолетен и нормално дека со преку родителите. На 16 години заминало во Ортез. Неполни 16 беше. И така да они доаѓаат тука, мене ме собираат, јас одлучувам да одам. На тие години у тоа време види да отидеш сам на 3 аеродрома бев, знаеш, малце беше онака стресно. Специфична ситуација. Ама јас ме знаеш каков. Да, нема проблем. Лик сум јас и немав проблем со тоа ич, иако кога стигнав таму вечерта си изнаплаков онака плачење сам со себе и после више не ме интересира ништо. Тоа е нормално. И така да тоа беше, така отидов и таму се задржав 2 години. Да, 2 години скоро. Мислам дека тоа ти беше некоја лествица или за сериозна кошарка која што ти даде некоја препорака за или смерница како што се кажува за некоја сила што ти даде за. Во тоа време тоа беше сериозна работа. Да. Затоа што многу од кај нас многу тешко се излагаше така нагло во поготово во екипа која што во тој момент беше како сега што е Монако во Франција. Тоа беше гигант и се уште со име и презиме, мислам дека сега и нешто е сменето името, не пратам толку, не знам, меѓутоа тогаш беше гигант кој што играше Евролига. Мигодо. Да, таму беа браќа овој Петрус, беше Борис Диао, беше и Луковски. Да, беше и после тој тренерот, сега не знам како му беше името, и така да беше еден тим кој што целеше кон тогаш, не знам како беа Евролига, дали имаше топ 16 или немаше, ама да влезе во втора фаза и беше екипа скроена многу добра. Овој Форе шутерот. Левакот. Алан Форе. Да, и стварно беше онака да кажам, еден чекор кој што требаше да биде, беше планирано да останам таму, да кажам, скоро цел живот. Така беше планот. Долго ти се свиѓаше во Ортез? И мене и на нив многу. Исто така. Што се случи, зошто се замина и повратак во работнички 2006? Да, па да кажеме прва поголема минутажа во сениорска кошарка. Да, јас се вратив за да не збориме сега за тоа, не би сакал. Тоа беа некои менаџерски неправди, кои што во тие моменти беа нормално да се случува, затоа што не е како сега, комуникацијата беше на друг начин, немаше телефон, немаше све, не е важно. Се враќам во работнички, каде што во тој момент е Јоцо Давидков, тренер, кој што ми вика, Аце, нормално ќе те земам, те планирам за некоја минутажа. Екипата беше направена да игра финале и играше финале. Игравте? Да. Владо Поповиќ беше симич. Да, игравме, изгубивме од Струмица. Струмица беше навистина тогаш јака, да. Али стварно имавте добра екипа. Да, имавме добра екипа и беше овој од Крагујевац центар четворка. Јоксимовиќ беше. Јоксимовиќ беше. Да. Беше Симич, Димче Тасовски, Марче Србиновски, Веселиновски Горан. Боки беше. Добро Боки. Огнен беше на плей. Ја Огнен и Поповиќ се менјавме тука. Беше на комбо. Да, беше на комбо. Весел влагаше исто со Марче. Марче дојде малце, мислам дека и покасно, не се сеќавам сега точно. И така да таа екипа стигна до финале. Сериозна. Тогаш беше во финале, ако те победат од 4 пати 3-1-0 се победуваше. Значи ќе те води у финале 1-0. Ако е бољи у регулар сезона. И ние знам дека изгубивме дома од нив многу битен надпревар да почнеме серијава со 0-0. А ние почнеме со 1-0 и со гостински терен. Одиш и знаеш како е таму, те гаѓа со јајца, со партизани, со таму. 5000 души во Струмица. Струмица, кога идеш по на тесна уличка пред сала, пошто тоа беше настан, види, работнички беше сериозна работа. И сега тој град живее тешко да им објасниш на луѓе што беше тоа. Тешко е што не видел и тоа јас тогаш сум дете кое што добива некоја минутажа. Иако у финалето, поготово последната утакмица играм едно 5-16 минути, може и 20. Знам, си имал минутажа да? многу.
И доаѓаш и сега автобусов проаѓа и тебе те гаѓаат со јајца. Ти сега Да. за постареви играчи можда е тоа нормално, ама ти Нормално, сега си да. викаш чекај ќе ни скршат автобусот. Да, бе, да, што се случи? случува, да? А тоа уличката неколку продавници имали и луѓе седат тука од струмиците чекаат намерно. Да ти прават притисок, тензија, па Така не е. може автобусот да се паркира, Не, па го бе, кријат, па такви работи кај што ти уште не е почнато такмицата, ти си под притисок. Значи автоматски си тензија, Да, чувствуваш. да. И такво беше тоа време и многу убаво. И после тоа одма после тоа ми доаѓа мене позив од Гравлин. Гравелин 2007-2008, Да. тоа сакав да те Таму доаѓа позив со тоа што јас сум исто преку лето Исто една сериозна екипа. Ние игравме со Здравле, бевме во Гравелин на еден турнир со Здравле. И можам да ти кажам дека тоа е организацијата и, беше- и градот е види, за жал, ние се уште сме далеку од тоа. Балканци А сме. тоа е само некоја основа која што не е ништо посебно. За да се створат некои услови кои што треба да се створат за вохала, Да. Сала, услови, Така е. теретана, да има грејење, да шкафчиња своји, до окей, ти имаат не мора тие бананички. да, они имаат и сладко да се рекавери, дадат, и рекавери да. моменти, имаат и џакузи, слични Џакузи, работи. макузи, Не збориме за лукс. Борење со мраз. Да, али збориме за некои услови, за жал, ние сме се уште далеку, се надевам На Балкан. дека ќе биде боле. И моментот е што јас играм исто како претходно во Англија, во Италија играме турнир ние со Франција, пријателски игравме со Франција, Италија и со Јасно. Грција до 20 години. Јас сега играм против Франција и правам неваре трипл дабл. Значи не знам, 30 на поена, 2-13 асистенции, 7-8 скока. А во екипата на Франција се сите сега овие моја генерација што се легенди француски, од Да, Батум, од Батум, Ертел, од Тома Ертел. овој беше исто од Далас што играше Ажанса. Ажанса. Многу јаки играчи. Да, нема што. И тоа искочи во некој таму во весник дека они победиле, ама знаеш као не да обрнете внимание на Костовски. Александар Костовски за малце трипл дабл, она и сега плюс искуство од Портес и они загрезуваат да ме земат и јас одам таму, меѓутоа сега одам со амбиции дека се ова прволигашки. Значи јас во Портес бев во вториот тим. Да. А ова е веќе Прва лига. прва лига плюс Гравлин во тоа време игра FIBA куп. FIBA Ова купот, сега што е да. Лига шампиони. Лига шампиони, да. Јасно. И планот е да се седи некое време и јас тогаш требаше уште мислам дека 2 или 3 години за да добијам пасош. Француски беше Да, до ти 5 беше 2 години во Ортез, па година после ваму тоа и да се поседи. рачуна. Аз сум више Се сметат, нели? Да, како е, не знам како беа правилата, ама знам дека за кратко многу не останав за да земам пасош. Да. И така да тоа беше Гравлин, кај што стварно се соочуваш ти сега со реалност. Мислам, Гледаш колку е сатот. гледаш што се случува, гледаш таа атлетика таму, гледаш што се случува во тие, значи таму исто имаш сега Гравлин не е Евролига, ама игра Европа. Сериозна екипа. Плюс секој викенд ти Во си тоа со- некое време, мислам 2004-2005 ние одевме со Здравле. Да, Тоа е пред да. тебе, али ти кажам и тогаш беа веројатно и после тоа беа многу играше со мене, појаки. многу што го сакам и го почитувам и таму ме гледаше кој свое дете Ѓуро Стоиќ. Ѓуро. Да, Голем поздрав до Стоиќ, Ѓуро. ми правеше палачинки и стварно ме третираше како помало А, детенце. добро, ние балканци сме таму. Да, и така да и таму поминав феноменална година, која што исто заврши со некои Менеджерски работи. за жал не мои одлуки. Значи Јасно. во тој период и преубаво искуство. Криво ми е што можев сигурно и планирав и многу луѓе од таму ми се јавува, покасно ме прашува што се случува, јас немав одговор затоа што одговорите да ги добиеш тогаш во тоа време како сега не беше исто. Значи тогаш ти чекаш менаџерот да ти се јави 2 месеци, ако ти се јави Да. е прашање дали ќе ти се јави, а ти не можеш да го најдеш, не можеш да го добиеш. Плюс јазик, француски, Бариера. сакам да кажам, така беше и тоа е тоа. Јасно, јасно. Кажи ми, се враќаш за една година Вардар и Брашов во една полусезона, заминуваш во Романија после тоа. Па види овие трансферите мои некако последица. Глобтротерски. Да, последица се све тие лета кај што јас бев многу доминантен играч. Да, во јасно. тие категории и стварно имав сериозни бројки кои што у тоа време не се гледаат толку како сега, да бидам искрен. Се гледаше дали знаеш да играш кошарка или не се гледаше толку дека ти си дал 30, 40, 50, па сега мора да те земеме, не, малце Да. мислам дека беше по другачија системот.
Меѓутоа пак беа впечатливи тие бројки, многу асистенции, многу кошеви и како доаѓа до Брашов? Па првенство е, ние завршуваме 9-то место, а јас завршувам у прва петорка на првенство. Значи Да, многу јасно. сега дека треба негде да значи доодиш. сега ти можеш да видиш Колку е доминантен колку си си бил. бил ти кога од 9-то место те тураат во Некој те и става тоа во во странство, прва не си петорка. кај тебе на пример да те стави, него си во Романија во првенство што Каде е нешто едно сериозно првенство. сериозно. И тогаш доаѓаат многу пошто веќе сме 20 години, нели? Тогаш почнуваат овој менаџерски работи малце поише да напредуваат, контакти и се јавуваа луѓе многу. Меѓутоа ова од Брашов беше многу добра понуда. 4 годишен договор беше преку Горан Граматиков, Да. менаџерот, да го поздравам и него, кој што во тој Поздрав, момент навистина беше многу упорен и покрај тие 2-3 неправди што ги доживеав, јас имав малце сумња во нив, не како да кажам, не верував толку многу дека е тоа што треба да биде, ама Да. ете, нормално разговараш дома со твоите поддршка, ти се ти викаат таце можеби е правилно. И многу ми беше битно таму што екипата на пример на Брашов во тој момент се бореше за Хаджи прво Булич место. беше таму со тебе. Со Хаджи Поздрав беше. до Хаджи. Да, поздрав до Хаджи, тоа голем. Голем поздрав до Хаджи. Озбилен шутер. Треба да дојде. Да, треба да дојде, он има закажување доста. Да. Ќе дојде на скоро време, се слушнав. Да. И ми беше битно да влезам негде да се такмичам и тоа да ми помогне понатаму, нели, да не сум сам учесник во некоја екипа и се поклопи Брашов да ми звонат од таму и стварно беше договорот феноменален за тоа време. Да не откриваме сега. Да, бројки. глупо е за бројки. Не е важно, меѓутоа беше прилика да тие 3-4 години во Романија јас уште малце созрам и после да видиме дали во Романија во некоја подобра екипа, дали друга лига, Јас дали Орадеа, Клуж беа тогаш експанзија. Да, меѓутоа да биде да не си дома, да не си во Македонија, Јасно. пошто не си за таму. Едноставно у тоа време Си ја прескокнал лига. Да. И меѓутоа еве да кажам сега тоа да се доврзам, јас подпишав 4 годишен договор. Да. Меѓутоа во моментот кога јас доаѓам фактички тие 2-3 месеца да ја довршам сезоната, се случува да таму се менја локалната власт и да едноставно клубов нема веќе како да функционира. И нели во нашите договори, освен ако не си на допинг и банкрот, ако е ти важи договорот, ако е банкрот и допинг, не ти важи, не ФИБА како сакаш договори. Така беше и банкрот така беше проглашен. Да, банкрот не постои клубот И ти се врати во Вардар. и јас се враќам Во Вардар, на место на злосторот. Да, се враќам во Македонија, да. Меѓутоа добра сезона и таму. таму добро играше. Види, јас бев откажан тогаш од спорт ради што овие искуства те тера да викаш, можеби не е за тебе ова. Не пројде добро во Франција. Сам ја продав супер, ама Да. некои луѓе што беа у мојот тим тогаш не ја работеа како што треба работата и Тоа е се друга разочаруваш работа. и си викаш окей, сега јас сум бил во Евролига и учествував на Final Four Евролига јуниори со Портес Да. и доаѓаш сега треба да играш у тој момент у Македонија, а Со си Струмица. да, и со Мислам некои без екипи вредување и плюс некој да ти кажува некои работи, сега да не ги и да те гаѓа со јајца. Да, и моите ме и да те гаѓа со јајца. И јас у моментот моите ми викаат таце ти, ја викам нема да играм. Нема да играм кошарка. Не едноставно не сакам веќе, сум разочаран, не сум Да. мотивиран. А бе вика да се видиш те барат Вардар осигурање тогаш. Да, ново осигурање. ново клубче. Те молам оди види се. А јас бев малце и таков свој и тврдоглав, не тврдоглав дека Знаем добро. дека така сакав, него имав своје ја уште кога дете и го терав тоа. Поготово кога се работи за кошарка, тука сум неприкосновен и не попуштав. Тоа што мислев, тоа правев. Имаш свое право. И ме викнал луѓето, реално беа коректни. Ми понудија нешто што беше трагично за ја да го слушнам, меѓутоа јас така им одговорив, да они се чудеа како може тоа да им го одговорам јас. Позитивно беше за нив, меѓутоа негативно за мене овој другиот дел. Да, Финансиски. Ама јас реков, слушајте луѓе, вие не може да ме платите. Ама јас ќе играм. Тука без пари. И јас кога го кажеш ти Македонија, тоа ќе го кажеш, на пример у тоа време, они си викаат тоа дете, може нешто му фали сигурно или не е добар, знаат кој си, нешто. Не е во ред со него. И така да тој разговор така се заврши и јас после у Вардар. И таму финале. Финале, да. Со Симич, со озбилна екипа, мора да ги спомнам. Дамјан. Дамјан кога беше пред Праймот. Да. Значи при Прайм, пред МЗТ. Пред МЗТ.
а Перо Блажевски Симич, Перо Блажевски. некој тука при крај ова Тони Симич Со мене заврши во Гевгели. Тони Симич мислам дека имаше просек па меѓу 25 и 30, не сум сигурен. Игравте финале со Фени, ако не се сеќавам, со Джеймс Лайф, таа екипа. Да, финале со Фени 4-3. Многу добро финале, се сеќавам, мислам дека и Тони Гранчаров беше. Тони Гранчаров, Радуле. Радулович, браво, поздрави до Радуле и до Грне. До Радуле ми беше и тренер, и тоа добар. И Грне треба да дојде и него го чекаме, да не го критикувам. Кој беше уште Пенов? Пенов. Твојот? Да, мојот син, голем поздрав до братот. Пенка, поздрав до Пенка. братот. Кој бевме уште? Екипа беше све македонци и беше солидна екипа. Имавме 26 или 24 или 26, не сум сигурен, поред победи. Ние и пораз од Фени Каударци. Да. Значи не можеше да изгубиме никога. Се сеќавам, тогаш кога беше ти во Вардар, ние во работнички јас дојдов да помогнам на клубот без пари, нели? Тогаш живеев кај Марин. Знаеме приказки. Да, 5 души бевте вие, 6. 5-6 души, ја, Чекунски, Соколов, Даре, Даре. Джибулич. Да. И беше Благо Јанев. Да, Тешко да Австралија залута тука, не знам зошто. Али добро, нема врска. И игравме против вас, некој си 15-20 разлика. Јас имав некој лоше шутерско вече, ај сега да кажем 6-1-7, не знам колку шутнав тројки. И сега Мари нели, а ние едва се собираме, не може да се собереме какви пари Мари, да нема ништо, помагаме на клубот. Викаме ти што глумиш звезда? Каде си на трензијата бајле? Има работа, виж. Каде има работа? 300 работи не. А кај него во куќа спиев да ти. И тоа е, дали шал на страна. Стварно, навистина сум сведок на таа сезона и тоа е едно од подобрите финалиња кои што можам да кажам во историја на македонска кошарка од осамостолување. Да. Заминуваш во Торус, кај што имаш опет. Да. Види, тогаш веќе јас, сезона. Тогаш знаеш како малце сум тука психички повратен, да кажам, малце енергија добивам елан пак за да играм, меѓутоа пак сум во некоја можда се тие 2-3 години кај што јас сум на сајлент, како да кажам. Значи, не ме влече ништо, а си бил некој нешто во тие младински категории и бев заборавивме да спомнеме, дека бев 2 пати на камп викнат најдобри 45 тинеџери во Европа. Во Европа. Од Тревизо, така Тревизо, 2 пати поред. И сега, и сега на пример ти си во тој статус, меѓутоа доаѓаш сега кај што си 2-3 години ги губиш, тапкаш тука уместо, кој што за некој наш човек од Македонија во тоа време се многу изгубено време, затоа што ние инака тешко се пробивавме, а не да не си у тренинг или да те нема на мапа, што викам. Така и тука што само ако не си во тој прв ред, ако не си во така и јас после тоа одам во Торус, таму се собираме да кажам некако наша генерација играчи. Зборам меѓу 6 и 8-9. И беше странец, беше Милковиќ на бек, беше и Хелт, мислам, и после дојде и Рейнолдс. Не. Јелисиевиќ. Јелисиевиќ Немања. Дојде до Овче поле. Јас заминав да работиш на полусезона. И сега тоа ти ја види Јелисиевиќ, Бојан Трајковски, Бојан Крстевски, Маријан Јаневски, Ивица Димчевски, ја, Јово Марковски играше уште, Караџе после. Караџе дојде после со Бојан Трајковски. Милковиќ, Хелто, и значи тоа сега у тој момент како што беше лигата, екипата е направена за да игра полуфинале, можда со малце среќа и финале. Одлична екипа. За жал не испаднавме во полуфинале, мислам дека од Фени. Од Фени, ние игравме финале со Фени. Да. Изгубивме 4-2. И тоа беше тоа со Торус, и после се случува цел пресврт. Тука те чекам. Да. Пресврт. И твое доаѓање во Куманово, каде што можам слободно да кажам, мислам дека кумановци ќе се сложат со мене, нема што и да се сложат, зборки дела и зборат за себе. Твој одлазак во Куманово и доаѓање во Куманово, каде што да кажам, да речам, и пред тоа почнува некоја ера со Луковиќ, доаѓање со тренер Луковиќ на местото каде што 2010-та нај да кажеме заслужен за таа генерација каде што ти доаѓаш до 2011-та, остануваш до 2013-та со кратко преминување и после ќе се навратиме на тема, али ајде тој почеток во Куманово и каде што си жива легенди ден денес. Да, јас завршува сезоната со Торус, нешто тогаш се завршуваше порано, мислам се, не сум сигурен како беше и
Па поради репрезентацијава. Да, нешто така беше и сега Прозориве беа нели Литванија после тоа. мене ме бараат од Куманово и сега ме бара човек што е србин. И сега ти знаеш како си викаш Што е работа? што се случува, сега не ти е јасно. А јас исто сум во нели овој муд што го кажуваме така, онлайн, офлайн, така си нешто ти си игра, не ти си игра, не Уште си знаеш. на оф. Да, не знаеш што, и сега гледаш дека некој човек те бара и те сака, осеќаш дека го прави тоа, Од срцете. од срце те бара и сега јас викам ќе одам, што може да изгубам, одаме разговор со татко ми и отидовме, таму беше Луковиќ, Да. Љубисав, татко му на Брош, поздрав Поздрав исто до него. до него, и градоначалникот тогаш на Легендарниот Циц. Кумановот Циц, кој што многу го сакам и знаеш. Голем поздрав. Знаеш што мислам јас за него и он за мене. Да. Како е таа Скоро се видовме, знам што мислиш. Како е таа конекција? Да. И во тоа време мене ми делува дека тие луѓе од срце ти зборат некои работи. Јас сум тогаш колку више сум 21-2 како му доаѓа сега, не знам по години. 23 скоро ќе полнам, 2011 и сега го чувствувам тој момент кај што некој те почитува пред се. Тоа е најбитна работа Да. во нашиот И дел. да, и некако ми доаѓа некоја мотивација после тој разговор, некој инат, нешто знаеш во тебе се раѓа, кое што било веројатно негде стајано после овие сите турбуленции. Да не се навраќаме. Да, и јас одлучувам 2 години да потпишам во Куманово. Сега понатаму ќе збориме. Остано е легенда, а? Ќе збориме веројатно за некои детали од таму, меѓутоа стварно ми се даде озбилна шанса. Јас на мои години да кажам, можам слободно да кажам да го водам градот во тој момент, а не клубот само, него едноставно пошто цел град Дишеше за кошарка, како не, знам, многу добро знам. Ја третира таму Многу добро кошарката. знам. Знаеш, сме играли заедно и се, Да. и во тој момент едноставно јас не сакајки на мој грб влечев цела Многу екипа и работи, цел да, град да, фактички со мене. А тоа ми го возможи у тој момент тренерот, затоа што без да имаш ти тренер што Верува во тебе, верува во тебе, доверба. што ти не можеш сам да го направиш. Колку и Не. да си добар, мора да имаш таа некоја. Бев сведок, драги гледачи, и во тоа време навистина не ти правам некоја лице или фаца што се вика. Да. Навистина беше тешко многу да те било кој сопре, да те чува, да во 1-1 или во некој пик ситуации каде што ги решаваше и бев малце побрз. Малце побрз и добри, сега уште не се даваш. Гледавме дерби пред некој ден, така да уште не се даваш, но навистина луѓе стварно знаат, и кумановци и македонци во цела Македонија кој што сака кошарка знае за што зборувам, така да стварно беше многу тешко да се чува и да се сопре. Тоа се прават тактики и мактики да се сопре, да се спусти под некои 25 поени, ако даеш 16-17, твоја задача е топ. Така да толку беше муабет. Вистина беше тоа, точно. И мислам, јас бев сведок бидејќи те чував колку многу пати И сум успел, некогаш не сум успел, али целата атмосфера влечеше напред многу, мислам. Во тој момент беше нешто ново. мислам дека секогаш беше полна сала. Тоа е за Секогаш- разлика да, од секогаш денешно беше. време. За мене тоа беше окей. Јас ги фатив убавите денови во работнички, кога беше И ја. дерби, Вредеше тоа. кога знаеме сите како беше. Да. И сега ова Куманово беше многу народ, меѓутоа пута 3-4 од градски парк, ако не е пута не знам колку е. Сега Да. го собирало 1000, ваму овде 5000, значи 5000 минимум. и сега ти тоа го гледаш и на 20 и нешто години во тоа време и сега не е исто, значи тогаш 23 сега 23 не се исти. Знаеш што е работа, што сакав да ти кажам, зашто ти го кажа пред некоја минута. Имав чувство дека кога ќе искушиш на улица во Куманово сите те знаат. Од продавачка на пијац, каде што продава јаја, што ги спомна, или кромит или не знам што, до човекот кој што е градоначалник или човек кој што е во банка, сите те знаат и сите кога ќе искочиш и се јавуваат, ти не знаеш човек, али Јас таму бев некој лик кој што нели ти си бил втор градоначалник. Да, па така некако. Јас бев лик кој што и ден денес и тогаш и сега сум истиот, сум многу држелюбив иначе. Јасно. И
немам проблем да влезам во било каква комуникација, дури некогаш и да не е пријатна. И во Куманово нормално се било преовладувало тоа убавото, меѓутоа Јасно. некогаш имало и коментари на улица кои што биле лоши. Јас секогаш знаев и со тие што се лоши да разговарам ако треба да се убедиме за застанеш. нешто. И со овие кога било убаво и кога сите те тапшат Јасно, во рама и кога ти јасно. викаат браво. И сакам да кажам и движењето во градот што спомнавме пред да дојдам дека ние едноставно во градот живеевме. Јас не си одев во Скопје. Значи јас моите ги терав дојдете да ме видите, ја не си одев. Тоа убаво беше во Куманово. Прво нема човек што ќе ти каже дека нема убаво кога ти излагаш надвор и сега колку и да звучи ова не е смешно, него као за мал град, као за мала држава, за мала популарност на Јасно. спорт на кошарка, ти си таму као сега што е Карлик Џонс во Партизан. Ама не, ама смешно е да споредиш. Да, али така е. Ама така е. Значи ти излагаш и сега луѓето те гледаат тебе како Господ. Значи Јас многу пати, што да кажем, јас сум кратко време сум имал престој во Куманово, што сум бил да кажем ниво испод тебе, во хиерархиска летвица, јас сум реални, нема што. А и доаѓам во милион пати во кафулиња таму, знаеш што нема врска, какво плаќање, какви работи, тоа не доаѓа во обзир. Мене многу и непријатно ми беше многу пати. Реално имавме ние почит многу и од тие места кај што се движевме, реално затоа што знаеа да не почитуваат. Знаеш ти имало кризи, клубот плата, не плата, знаеш ти у Малград кој ќе земат кошаркарите плата, знаат цела Македонија и пошироко. Значи овој земал пари, сега имаат пари, платим се знаеш како беше, да? Пута два. Меѓутоа имаше моменти кога едноставно нема и ти викаат слушај, играј, ако не барај си чаре, тоа е. Тоа е, брат. И сега сакам да кажам луѓето од Куманово тие тој период кога ете ќе дојдат тие потешки моменти кај знаеме тука преднова војна, последнова војна, знаеш буџети, ребаланси, дисбаланси. Да, и знаат кои си што си многу често знаеа да речат слушајте дечки, само победете вие у сабата и не е проблем. Не е проблем, да. Така да јас на вистина имам се уште, ама тогаш имав и многу поголема бројка и пријатели таму, дури на сите им ја кажувам приказна кога отидов на Сладко. Сега тие луѓе се и постари, не се може да Сладко и кафе бев со баби од 70 години. Да. Тие радосни две доаѓаат и ми маат се јас, јас сега ги гледам две баби. 70 тие не знам ако се живи ги поздравувам. Да. Нека се живи и здрави уште многу. Меѓутоа тие беа по 70 нешто години. Значи рачунај дошле на утакмица за АЦ. И ме молат да пиеме кафе и сладко да јадеме ваму во реклама кај што беше. Постари луѓе, бабички знаат кошарка. Ама сакам да ти кажам, значи ти рачунај ти кој е тој која популарноста на кошарката прво, после на нас ние што сме учесници у играва. Тогаш све се случи што викаш ти и тогаш беше и таа експанзија на Мак Баскет. Мислам дека тогаш беше и најака репрезентација, мислам дека најака беше и лига и све беше некако и сум бил дел од таа лига многу години, да речем скоро 10 сезони, но тогаш за тоа време што зборуваш мислам дека тоа беше некоја Golden Gate или некој златно доба. Да, тоа е златно по мене, барем од да кажам јас кога сум учествувал. Не подценувам тие генерации од 95-та, 96-та, 97-та, имало. И имаше МЗТ и работнички Кочан, Деликатес, Николферт, Орка, навистина респект. Али мислам дека тоа имала екипи 2-3 играчи, не беа толку силни ростери како тогаш. Па види, секоја година ние, јас кога бев во Куманово, ние правевме екипа да влеземе, сега се молиш да влезеш во 6. Рачунај сега ти Куманово, кој што ние на домашен терен сите знаат дека многу ретко можеш да изгубиш, ти викаш да влезам во 6 е успех. Значи ти не правиш не можеш да рачунаш однапред. Да, значи ти не правиш ко сега имам јас сега 200, 300, 500.000 евра, што не знам колку буџет и сигурно сум не знам каде. Значи тогаш ние така оде работите поприродно, како да кажам, немаше и сега некои македонци се останати, некои по другите екипи ќе земеш, некои странеци, си викаш да влезам у 6 за мене е успех. Меѓутоа тоа го размислуваа 10 клуба. Например, покрај МЗТ што беше нели неколку години многу доминантен. Од 2011 да речеме некаде до. Кој што имаше јасни цели АБА 1 и Еврокуп тогаш кога бев јас играв слично. И се другиве екипи МЗТ фактички ги мотивира да и они направат некој состав и да
платат играчи за да може да бидат колку толку конкурентни барем со другиве. Да не И бевме навистина, и вие имавте јака силна екипа. Ние со Кожови имавме, Лири имаше силна екипа, Фени имаше многу јака екипа. Соколи се појави после едно време. Навистина Пелистар, колку и да кажеш, Струмици имаше со тие со Босел, Мосел. Не беа тие гостувања, знаеш како сега ако споредиш, тие гостувања тогаш не беа планирани подобри. Значи, на пример, не беше тоа, ти си подобар, ама не викаш јас ке те. Не викаш дека можеш некој. Ке победам. Така е. Не ги планираш. И МЗТ дури беше му тешко. У Куманово губеше. Па МЗТ ке игра Аба лига, на пример, Зборевме може и Европа ќе му се погоди и после тоа треба да игра како ќе не е тоа така едноставно. Значи јас се зборевме пред емисија и се сеќавам точно мислам дека Марче поздрави до Марче Савиновски. Голем. До легендарниот. МЗТ играше против Задар во Задар. Точно. И 17 разлика добива со таа златната генерација што ја спомнувавме. Гечевски, Чековски, Кули, Близначки, Дамјан, Кей Дейвис, Огнен, не знам, Грне, не знам кои што беа сите тамо, Шеховиќ, Бакиќ. И доаѓа сега, ние гледаме касета, сега кој на мачно кој да го сопреме. Нема кој да како скаутинг играме, ќе скочиме, ќе се тепаме, па што направиме? А така беше. Ги тепаме 3 разлика, после 3 дена, каде што тепале, Задар во Аба лига. Беше од тоа време озбилно. И толку збор луѓе за колку беше силна македонска кошарка. Или ќе дојде Гало Гилбоа во Куманово, која што беше трета или четврта екипа во Израел, со Сандерс што играше после во Барса. И у Милано мислам. И ќе дојдат во Куманово или во Гевгелија и нас ќе не тепат 2 разлика, ние ќе изгубат 6. Мислам, тоа навистина тешко е да на помладите генерации да им објасниме, али постарите гледачи тоа знаат, сите знаат, памтат и тоа се стварно времиња кои што се надевам дека еве ние сум јас ќе даде Господ. Ќе даде Господ. Ја често зборувам за македонска кошарка и овој специјал се надевам дека ќе се поклопат и така и генерации. Најбитно е да се поклопат и наши играчи генерацијски тука да бидат во лигата, ако условите го дозволуваат тоа и после тоа кога се надоврзат на тоа и одредени странци и квалитетно функционирање пред се на клубовите, тогаш е возможно и да се повтори тоа. Меѓутоа треба да се поклопат некои работи и да работиме поише сите заедно. Ајде кога сме кај МЗТ, ти после тие 2 прекрасни сезони во Куманово замина во МЗТ. Успешна сезона, освои дупла круна. Да. Играв многу добро и во Еврокупот. Да, и во Еврокупот. Па планот мој личен беше, јас тогаш на многу понуди имав од различни менаџерски агенции. И се одлучив за Беобаскет затоа што од повеќе пријатели ми рекоа дека тоа е во моментот најдобро. Така. А пак ќе кажам се уште трауми од претходниви искуства. И ајде викам сега веројатно кога се консултираш со луѓе кои ти викаат тамо знаеш веруваш Мишко компанија се тоа. Да, јас. Си викаш окей, меѓутоа што беше поентата? Нивниот план не беше одош вака кој ќе загледам од овој аспект. Они ме продаваат сега како агенција во МЗТ. Што мене не ми треба во тој момент, пошто јас во МЗТ не ми треба мене никој за да се продам јас во МЗТ или во било кој македонски клуб. Меѓутоа што беше планот? Вукојчич тогаш доаѓа во МЗТ и кој што си влече своји играчи. И сега јас треба да дојдам како во тој момент еден од најдобри играчи во лигата и сега во МЗТ нормално дека јас нема да имам таа улога како во Куманово, тоа сите ни беше јасно. Што е многу нормално, меѓутоа тука сум да бидам втор плеймекер и нормално. Како ќе кажете народ кога планира да игра. Кој беше прв плеймекер тогаш? Беше Оташ. Оташевиќ. Поздрав до брат. Голем поздрав до Оташ. Да. Оташ беше и Огнен беше, мислам дека при крај. Огнен при крај. И беше Боби Стајич, беше скоро како он излезе од Лирија беше дете со. Да, он од Лирија и доаѓа кај нас како ете, да бидеме нели тогаш имавме ние многу голем ростер македонци. Многу голем. И тоа почитувам. Јас секогаш сум зборувал за тоа. Па мислам дека у тоа време можда кој Војдан беше надвор. Војдан беше во Шпанија, во Шпанија или Украина да не беше на почеток, не знам. Беше тогаш во Шпанија, во како се вика она екипа бе Андора. Андора, да. Не знам кој фалеше сега искрено, реално може фалеше некој, ама горе доле беа најдобрите. Сумо сумаро, да. И тоа многу, не малце. Значи за класа. Беше Кире и Боки не беше. Ама Боки покасно дојде Боки во МЗТ. Така. Беше Кире, беше
Добро, Станко, Тоше, Дамјан, ја, Ма тоа Бубе беше дете младеновски. Бубе младеновски. Стајо беше дете. Така да имаше стварно и најдоброто беше таму. И сега јас доаѓам во МЗТ и нормално све ми е ново, пошто АБА1 нивото во тоа време беше ново за мене, мислам, немав искуство. И одма во првото коло игравме со Олимпија дома и јас добивам минутажа од некои 20 на можда и повише минути, кај што јас играм феноменална утакмица. И осеќам дека, ова па не било вака тешко се викаш. А во Олимпија, ако ги кажам се играчите, баш само Дончич не беше. само 8 Дончич сите беа, сите. Драгич беа Сите. по-млади од Драгич. Блажич, Препелич, Омич, Клемен, Омич, овој Прелџич компанија. Прелџич, да. Сега ти си викаш, 20 разлика за нас заврши. Земзете. Да. Ама тоа било све нормално, пошто Земзете предходната година беше нели во За први тоа 8, зборевме. да. За тоа И зборев. сега тебе за МЗТ тоа е нормално и тогаш луѓето од управата на клубот ти викаат дека тоа е нормална победа. Одиш да тепаш. А за мене јас ја тепам Олимпија. Каква Беше име и приморка, каква презиме. приморска, какви работи? Не, и ти викаш чекај, ова е нормално. Добро. Второ коло, не знам кој беше будушност, победуваме исто, викаме нормално, чекај и сега викам знаеш тебе ти Само добро расте. само добро, а играш ти лесно. Например, они со Тоше, со Станко, со Дамјан, со овие странци, ти само треба да учествуваш во играта. Да работиш своја И работа. си ја работиш твојата работа, тогаш беше Шутеш јасно, кога ќе тогаш треба. се знаеше многу добро во МЗТ што се случува. Се знае главни напаѓачи кои се. Лоу пост, знае Да, се кој е да, Станко. се знае добре, кој е. или Гече. Да, се знае кои се напаѓачи. Јас бев измеѓу некој што треба да се бори за минутаже. Кроз одбрана и да ја пренесеш Исто, тоа. иако тоа не било моја нека страна, меѓутоа во тој момент стана и Да, дефанзивец. во тој момент ти се бориш за место, меѓутоа кога доаѓа некој момент у напад, кога го имаш ти тоа, си го користиш кога ќе дое прилика, меѓутоа не може ти да ја земеш топката и речеш сега ја нешто ќе правам, не може, како ќе ти дое некој ти залепи. Да. Како ќе кажеш? И многу беше добро дефинирано тоа. И така да таму исто со двојна круна се заврши сезоната. Да, 2014. Многу доминантно. Мислам дека во првенството во регулар дел немавме пораз. Мислам. Нула, дека имавме еднаш можевме да изгубиме од Кожув, ама ја победивме и таа утакмица, ако се сеќавам добро. Изгубивте од нас 3 разлика. Мислам дека Ама тоа е тогаш претходната ти- година. Не, претходната не беше. Не бе, Тоа е да. единствен пораз. Да. 3 разлика не беше, ти тогаш Не, беше претходната во ова Куманово, ти беше година. во Куманово. Ова е следната, значи имаме само финале од работнички. 4 ги победивме. Четири. Имаме Абукар, Првата не победија. Емил мислам дека- Рајковиќ, така ли беше? Да, Емил Рајковиќ што Беше, овој да. со Абукар, Мохамед, со кажи го Беков, Робинсон, не, Вашиов Бек. Се не знам дали е босанец или Балмазовиќ. Србија. Не. Павковиќ. Шутер, петка број. Многу добар играч. Не ми текма се. Играш во МЗТ едно време? Не, во работнички беше. Таа година со Емил Рајковиќ. Беше и овој центаров Колман. Колман, да. Колман беше, Што беше дојде од Кнежевиќ. Кавала. Кнежевиќ Беше беше Дуле Кнежевиќ. и петкава како се викаше. Не ми- А сега ме збуни, сега кој тоа е Многу година, добар сум бил, играч, сум бил многу. во Кожув тогаш. Многу добар играч. Петка поентер возбилен. Не ми текна. Петка број да се мислам. Уште сега ми стави Ребус. Да, Ама- ќе ти текне, ама ќе многу ми добар текне играч. сигурно. Двојка, тројка, двојка поише. Озбилно. Србин. Да, па Србин ли е Босанец след Црногорец? се. А, ти мислиш, добро, знам на кој мислиш ти, nije Авдич, него Не може- Босанец е. Да, не може. Босанец е Игра- страшен играч, страшен играч. Играше во Босна. Обе озбилен играч. Да, играше во Озбилен играч, странство. него- Да, знам на кој мислиш. Мислам, правевме ние беше Како да не, многу како тешко да не, се како чуваше. да не, како да не. Тогаш и Даре беше од домашните Беше, таму, Јане беше. беше Петровски таму. Јест. А од домашните не знам кој беше друг од домашните. Не знам Зивче дали беше не. Не. Не беше Зивче Зивче не. тогаш, не. И тоа финале баш пред некое време го излезе го гледав. Кај што е Борис Трајковски 8000 пола. Пола плаво, пола црвено. И веројатно не знам кога ќе биде пак такво нешто. Али тогаш беа и утакмици над превари и купот беше, се сеќаваш од 2011-12, тогаш беа стварно. Милина, што се вика на Многу српски ми да е- гледаш. Јас многу ми е мило што ја можам да направам една споредба на неколку генерации и во Да, кошарка, ги фати кој што сите. учествував кога си одеа Књазев, Куртовиќ,
Па и Дејан Јовановски, имам играно со Дејан Јовановски. Да. И кога беа Дејан после Јованов, Шуш, како е тоа легенда, да. кога беа после дојдоа со Шуш, со Симич, со Ѓуров, со Ристе Стефанов, со Мачка Димитровски, со добро Гечевски, Чековски, во репрезентација со Перо, со Владо, со сите. И сега кога доаѓаме ние, мислам моја генерација, и кога си одиме сега ние полека и кога доаѓаат нови, значи јас реално и затоа можам и да споредам и да дам некој Мариша Красич. Красич беше ама уште еден. Бек бек, двојка. Иконич бе. Горан Иконич. Иконич, да. Боже. Иконич, да. Горан Иконич, какав играч. Браво. Иконич, они се чуваа со знам за кој. Види, пази ти Иконич со Сидновец. Се чуваат или со Дамјан. Страшно. На тоа време, значи ти сега пази дерби работнички им зеде така или кога на времето кога се чува. Да. Куртович со Јасно. Со Дејан Јовановски. Тие години беа навистина многу и тогаш и се случи најголемиот успех. Можеби и ти имаше простор за да бидеш во таа репрезентација, можеби. Бев цели припреми, само не бев таму, не се али мислам дека можеби имаше место во таа екипа. Моје нескромно мислење. Добро, јас види. Мислам сите заслужено луѓе да нема збор, види, тоа беше огромна чест. Тогаш да се биде со нив. Стварно мислам, јас атмосфера беше навистина, мислам дека тоа пресуди за тој резултат кој што види, овие постариви играчи навистина ја држаа цела работа. Од Перо Антич до Геч, до Чеко, Тоше, Владо, Бо, Станко, мислам Бо дојде као да е роден у Скопје. Да. Ние децава, сега ние сме деца, мислам за нив деца, а знаеме кошарка. Како да не? Ама они се за нас икони. Ние нив ги слушаме и нормално дека Иконич. Да, и ние нормално дека тука сме у сервис за нив, што треба ние да правиме. Што ќе ни дадат. Ама гиневте, навистина јас бев тука во Србија, цело лето гледав и навистина тоа првенство беше како во транс. Македонија играше според мене да тргнеме на страна Шпанија. Најубава кошарка. Да ти кажам, малце фалеше. Не фалеше многу, Русија тепаше со Биков на крај. Види, фалеше Наваро не му биде денот. Наваро имаше 37 поени, даде со нога да ја фрлеше ќе влезеш. Тоа фалеше, друго ништо не фалеше, тоа е индивидуален квалитет кој што колку беше 4 разлика за Македонија на полувреме? На полувреме беше 1-2, нешто водевме. 4 мислам дека беше. Водевме нешто. Проблемот е што се тоа е. Едноставно, али ја кога се сеќавам Војдан го брка и тој се фрля со назад со од една нога за 3 поени и го гледам, онака имаше една снимка, мислам дека и ден денес има на YouTube, вака Марин. Владо и Војдан мислам дека највеќе го чува. Се менјава на него сите. Да, меѓутоа знаеш ти кој ќе влезат 1-2 шута после на такви играчи. И сам Марин збореше за тоа, знаеш, Наваро ако ќе погоди прв шут или во некој први минут два што зборува за него. Ако ја загледаш таа репрезентација, на пример, подетално какви играчи има, Наваро, окей, напаѓачки може и у топ 3, меѓутоа не беше меѓутоа ако ги загледаш другите играчи, си викаш чекај ова што се дешава овде. Не беше да кажеш најдобар, ако гледаш и Гасол, Калдерон е на кец. Рубио беше во најдобри дани. Љулј, Серхио, Фернандес, Руди Фернандес. Наваро. Добро. Ама сакам да кажам, Наваро беа тука. Да загледаш ти се ти да ги според па центриве, па крилова, па чекај малце ти се. Грбахоса, Гасол, сите двајца. Не знам се и Бака дали беше или не беше тоа. Мислам дека беше и Бака. А можеби и сега ти чекај малце, ти зашто разговараме? Зашто за Dream Team што? Да, ние разговараме за веројатно у последниве години тоа е можда последни. Не знам дали има појака репрезентација. Не. Па и комплетна Србија со сите, со Јокич, не знам дали е подобро од нив, искрено. Тешко. Со таа генерација морам да бидам објективен. Таа генерација со Шпанија беше сега имало екипи многу добри и српски и овакви, али таа генерација беше на Шпанија. Да. Не знам, тоа беше нешто навистина несеќно се случи тој поразум. Ја мислам од сите играчи, јас како тренер би сакал Биков да ми шутне. Тој шут. Па да, немаш. Тоа види што он ја фрли вака топка, влезе како. Тоа е не гледаше кошот. Чековски му излезе. Ние игравме со нив, ако се сеќавам добро, игравме и пријателски со русите. Претходно, ако се сеќавам добро, Литванија не сум сигурен. Они се многу чудни, многу се големи. Мислам дека они се многу
баш таа репрезентација беа огромни. И јас знам нешто како сум пик н рол играч, ја влегов метурија таа утакмица. Да. Место Бој или место Владо влагам и сега ја ќе играм пик н рол. Мене ме чува Швед. Швепа. Мене ме чува Швед, мислам, 2-3. а ми излага овој мозгов на пик н рол. Теофеј. Да, и сега ја демек сум некој играч. Не ја гледам салата, не пас да видам, ја не гледам. Зад мозгов. А позади Кријапа. Кириленко е на помош, Кириленко. Киријапа и компанија, значи сам ти кажам, тоа беше знаеш нешто што тоа не видено нешто е. И се ти го гледаш Бо, им се пика, им положува, им прави, и сега се викаш што е ова. Тоа беше зверче невидено. Ма нема, јас се бојав некош да го чувам. Сега ти можеш да замислиш, тоа кој е иронија. Ти не влагаш ти, например, нели они играат 5 на 5 и сега ти влагаш, ќе искочи Владо, ќе рече измена мита, тоа исто беше, ќе ти рече аца ај влези малце, ти влагаш. Тоа беше навистина Ацо. Ти влагаш и ти вика чуе го Бо на тренинг. Да. И сега он нормално ние бевме многу блиски, значи. И сега он нормално дека ме нема да ме напаѓа Бо на тренинг, знае дека ќе влезам, ќе ме искара, ќе излезам. Да, јасно. И се он си мести напад, не си. Да, ајде врти. Има скоро се навистина поздрав за Боби Радуловиќ. И скоро ми кажа, вика во Македонија дојде, вика со шише Кока-кола од Македонија замина со литро Джек Денилс. Не, нема, беше он беше наш човек, да кажам, водници. Бол Микелебовски. Да. Перо, ако сум ја Миголовски, он е. Перо и другиве луѓе го внесоа у ритам, у бубање што се вика и он си седеше, му беше убаво тука. Многу има приказки за да, меѓутоа играше на 200% што беше најбитно на крајот денот. Да. Почет. Навистина тоа беше привилегија да се гледа таа екипа и стварно репрезентација. Лесно, многу лесно се играше. Стварно ние ќе влеземе на тренинг што влагам, што не мислам јас зборам за себе, ја не играв многу на пријателски, некогаш ме тураше Марин ќе влезев. Да. На официјални не играв многу. Да. Некогаш почесто не бев ни у состав. И меѓутоа на тренинзи е многу лесно. Ти даваш пас на Тоше доле му слушате на Перо или му даваш ваму или горе на лоу пост. Тука ние се уклапавме пошто бевме добри играчи, зборам примерни играчи, не бевме дифтари и ќе се уклопиш, држиш пейсинг, седиш и они си играат и ти си уживаш и све некако делува лесно, знаеш. И Перо на пример симфонија, што се вика. Бечка. Не можеш ти се Владо, јас еднаш тоа на сите го кажувам, со Владо го чувам и он некој пас па UCLA катоно знаеш со блок и ја го дам околу она овер што се вика. Да кратиш. Да кратам и он ми вика трча и ја трчам па се вика не еди овер ќе дам зицер. Знаеш пошто он наоѓа само ќе чита ситуација. Ама не чита и он трча, а ја го бркам, а ми збори мене. Значи сакам да кажам кој е тоа богатство, рачуни ти. Однапред ти кажуваш што ќе се случи. Да, он ми кажува мене, ние у сет он ми кажа кај ми е маната, кај ми е проблемот. Тоа е тоа. Значи, тоа се играчи кои што однапред читаат ситуација. И такви играчи и ден денес се фала. И јас 3 години бев цимер со Владо и сега баш се поздрав до него, се видовме на купот во Куманово сега. И голем поздрав до сите тамо. Кажи ми, се врати после таа сезона на своето омилено место каде што си икона да речем Иконич. Да, тука Иконич. Иконич од Ѓорче. Иконич од Ѓорче. Со Ѓ мора биде, знаеш Ѓорче. Јас се враќам во 2013. МЗТ се случува 14-та, да. 14-15-та, да. 16. Во МЗТ нешто се случуваше летото, Змаго дојде па некои тренинзи селективни па не знам што. Јас сега слушам за Змаго таму, нели? Како се одвиваат тие тренинзи? Било. А ние сме Крајинска гора. А ние сме во тој момент со Джикич на квалификации, односно сме на европско првенство подоцна со 2015 у Загреб. Меѓутоа јас викам Ти беше во тој прозор, мислам дека имаше 8,8 поени на неколку утакмици. На европското? Да, во тој прозор, да. Јас и после тоа јас викам Аце што ти со Змаго ова што го слушам, јас слушам додека се селективните тренинзи, дека еден се поверува, друг се еден се откажува, трет тоа беше така навистина. Така беше. И сега си викам, ја уште имам време со репрезентација, тогаш до септември негде средина се заглавуваше, мислам, со репрезентација. И знам, само реков, слушај, ја изгледа не сум за овде. А и плюс, не знам дали беше вистина или не, сега не знам точно, мислам дека и Змаго нешто ја не му се уклапав тука, а имав договор. Мислам дека и Оташевиќ се замина таа година. Да.
и се поклопи да се договорат МЗ и Куманово, тоа пола-пола. Да, Не е битно. И јас се враќам кај што треба да се вратам. На место злочина. Да, тука више стварно веќе Тука више можам да кажам дека тука и ти више учествуваш да. Тука сите работи. Заедно игравме, тука ме усречи на твој позив дојдов. Да, тука знаеш, тука веќе беше во Куманово, пардон. Да, тука веќе беше мојот, можам да кажам, многу помогна на клубот, тоа мора да се каже. Праим за македонски стандарди. Да. Можам да кажам дека многу помогна на клубот. Ја морам да го кажам, ако ти си скромен. Добро сега. Многу играчи. Некои луѓе не ги знаат некои позадински работи. Јас сум сведок дека многу играчи дојдоа поради тебе. Да. Ај сега да не открием имиња, не битно свој име можеме да ти кажам. Да не речам ти ми беше и кум, ме ожени таму. Да. Нема, тоа е добро. Ме усречи. Види, тоа е мора да застанеме на тоа. Да не пројаме на тоа. Шал. Но тоа треба да се знае. Мислам дека луѓе од Куманово го знаат и правите кошаркарски влюбеници треба да го знаат тоа. Зашо на терен нема да зборувам. Мислам дека не беше ноќ или утакмица надпревар. Игравме Балканска лига, првенство, среда, сабота, вторник, перници ни беа во автобуси што се вика. Така беше. Немаше ноќ да немаш под 25-30 поени. Давав кошеви доста. Да не бидам скромен, давав кошеви, меѓутоа никад не бев себичен. Не. Пошто јас го немам тоа во себе, јас сум некој што живее за асистенција. Тоа никој не зборува. Да, и сакам да кажам тие категории ги пополнував баш доста. Многу асистенции и сите беа некако, опет кажам, јас во своје име зборувам, некако сум бил како издушен балон и некои работи не ми се свиѓа. Знаеш, сам се зборував да не ги спомнуваме сад по 100 пати сум зборал. Но сите играчи околу тебе беа подобри со тебе. Ги чинеше да бидат подобри. Имавме таа колекција што со Урош Луковиќ. Тоа беше. Навистина бе. Добро, тоа беше. Мене ме потсетуваше тој тандем, после тоа Гист Калатес игра тоа во Панатаникос. Али навистина тоа сега некој ќе каже претерувам, но не е за претерување, зашто? Зашто ти тогаш кога ќе пуштиш утакмица наша, на пример лига или Куманово дома, пошто не игравме Европа сега, игравме со Тур Телеком, со една топка две, со тие Роса Радомен и пољаци кои што сега не сватливо да игра никој со нив. Тешко. Кој ќе ги видиш ти утакмиците и потезите, и у домашно првенство и таму и Балканска лига против Галил и против Компанија. Екипи што ти го играш истото, значи тој тандем е ист, тој не е што ние, да не станавме некој други. Значи тие се истите и сега што не може да се свати. Моментов сега е многу лош и не можеш сега да се пофалиш, колку и да се фалиш, ќе речат како е сега вака, тогаш деме што бил. Значи ти не можеш доволно да објасниш што се случувало. Помладите тешко се. Да, па тоа сакам да кажам. И сега ние вака што сме биле дел, знаеме и се разбираме. Меѓутоа ти сега да го објасниш тоа дека ти си давал толку кошеви на тие екипи и дека да им објаснуваш тешко е. Да, многу е тешко зашто они не може тоа да го осетат, да го видат, не може. Меѓутоа беше факт дека во Куманово, знаеш ти кога се доаѓаше дека ние порано викавме они изат до Патарина, од Патарина навану. Нема, готово е. 20 разлика и сега крај. Освен немзете кои што ни ја наоѓаше, да кажеме некоја слаба точка во тие многу битни утакмици и реално имаше и ростер за тоа и све. Овие другите екипи. Осмина финал Еврокуп игра. Ја што памтам у Куманово, сега ти кажам, еден болен пораз од Лирија го памтам. Мислам, не знам дали беше ти тогаш. Игра во Лирија тогаш, да. Или у Лирија беше или кај нас, не знам, сега битно знам беше. У Лирија бев. Да, со овие сите што ги кажавме пред со и овој беше Алеко Гриновски и Симки, кој беа таму и Шуши компанија. И сам да кажам, тој го памтам, можда и Кожув еднаш не победи, ама тоа не сум бил кај вас. Ама е покасно тоа и сам да кажам, не се памти пораз, знаеш. И финалињата со МЗ нормално тие беа болни и тешки многу. Тие у последни секунди се сеќаваш тој кој што се а иначе вака мислам дека немаше шанси и дома кај нас беше страшно нешто. Јас често спомнувам да знаеш моје срце секогаш во градскиот парк и знам и твое, таму си
Да. почнал со тие Нема некои збор за City тоа, Park Boys и тоа нема, но пак не можам често ги спомнувам Кумани како Да, едни од нема тоа. најдобрите. Јас пак ќе кажем кога сум бил сега на купот, колку луѓе ме испочитуваа, што сум играл 6-7 месеци, не Да. тебе гледам, сум гледал некои снимци кога ти аплодира цела сала и ти скандира, сум се прво они наежил, онака они се. знаат и може и ти знаеш беше тоа дека ние како играчи, поготово ја и Урош у тоа време пошто бевме со Да. некој подобар статус. Дури многу и со нив имавме и разговори, и помагавме кога требаше и да функционира се тоа така да изгледа. Така е, така. И секогаш кога имале они проблем било каков, ние сме сакале да помогнеме, некојаш што можеле, некојаш не. Јасно. И пак ќе кажам, тоа дружење низ Куманово направи ние да бидеме таму тоа што не сме денеска и што не почитуваат, затоа што не беше само кошарка. Значи беше и социјален живот малце, и Пак ќе активности кажам, надвор од терен и ти Некојаш значи ти си со кола ама такси кој ќе ти влагаш у такси и таксистот избори ти анализира целу такмица. Да. Ти се возиш 4 минути пошто толку е воžња. Ама Да. ти целу такмица ти ја раскажува. И кај си шутнал и кај не си шутнал и што си направил и зошто и на пример таква беше таа еуфорија, тоа беше нешто што е невидено. Треба се доживи. Јас го споредувам тоа со ова сега што му се случи па и на Звезди на Партизан Да, што се случува. да. Меѓутоа за нели некои поскромни стандарди. Поскромен левел ниво, меѓутоа еуфоријата е иста. Исто. Затоа што они Сега се чувствува во купот кога беше ти Тоа ти текнува. викам. И тоа пак ние што сме биле порано знаеме дека не е тоа. Не. Значи не е исто. Го Ами, осеќаш кажам- ти зашто си го преживеал тоа поекстремно. Да. Еве сега мој брат беше со некои пријатели, поздрав за нашeg едитора позади. И сега бевме на купот со некои пријатели тука од Лесковец. Лели каква ова атмосфера, се сеќаваат некои денови од здравје Така, и од вако кога беа полни сали, атмосфера, ова, она, викам луѓе. Да. Ова Да. знам како било во Куманово, знам како е било, што како било и во сите салиња каде што сме низ Македонија оделе, си Сеќаваш. текнува на лименката стара Јане Сандански. Сега може да ми каже некој да има душа, има сега големата сала. Види, не може, тоа се некои работи уникатни кои што не може да се заменат и кои што окей, нормално е да се Мислам дека репрезентација може да наполни таа сала, може да наполни МЗТ ако дојде Звезда и Партизан. па да. А таа сала да биде полна, многу е тешко. Да, Во мак првенство. Таа е сала за ракомет направена, дефинитивно Веројатно, во тоа веројатно. време кога Вардар беше озбилен Топ левел. гигант. И сега се враќа И малку. сега веројатно пробуваат да се ќе вратат бидат сигурно во на стари полуфинале. патеки. Се надам. Меѓутоа за кошарка сега после подолго време да кажам, јас барем што сум бил учесник на утакмица, на дерби во Скопско имаше и наши и нивни навивачи и Сум неутрални луѓе што си ги сакаат еден од двата клуба, така Голем да почет за тоа и се надам. беше дека тоа многу се- добро да се игра, да се учествува. Фантастична Баш, утакмица, Да, како многу ти е- убава утакмица. Се гледал уште некои се- ране сме уште. Ние што изгубивме. Мислам дека имавте утакмица. Да, но- имавме секогаш после утакмица Сите се- некоја одлука може да биде подобра. генерали. Да, После ние битка. јас им кажав и на моите играчи дека стварно сум горд на нив, без разлика што изгубивме на таков начин и не ни е прва утакмица. Ја губиме вака. Меѓутоа со тоа ние што располагаме и се што се случува во Голем почет, позадина, нема што. веројатно бевме прежалени уште непочнато. Меѓутоа неколку пати МЗТ и победа 10 разлика па се вративме. Игравте добро, навистина, многу зрело. Што покажува некои работи и ето останува жал за таа Жал. такмица и да продолжиме да се бориме моментално во плеаутот. Се надевам дека работнички ќе Аја нема да зборувам. ќе за биде тоа, на тоа место што треба да биде. Се надевам Да. следната година, а во плеаут Да. секако ја и ти се надам дека ќе се видиме во сала, ќе дојам да Да, гледам некој треба да натпревар. дојдеш у твоја сала. Така е. Не сум долго бил тамо, зашто беше и реновирано. Види сега ќе ти биде чудно малце. Ќе ми биде чудно зашто знам. Ќе видиш од црвена боја бела ќе речеш че беше ова кафеаво. Кафеаво беше, да. Али ќе се навикнам, нема проблем. Да. Аце, да се нашалиме малце, но после таа, да кажем, завршна сезона 2016 замина пак во Романија во Питешти. Беше 2 години таму. Да, после тие две стварно изворедни сезони. Беше време да се наплати некој. Да, труд. беше јас тогаш го викав последен воз, нели, затоа што се приближува до да, се тие и години, 3:0. а и веќе на пример, знаеш како ми се поврати во целост онаа енергија некоја детска што имав за кога бев во Франција. Да. И
се осеќав онака доминантно, добро се осеќав. Па имаше само добро и многу играше добро. Ја вистина сум сведок. Да, играв добро и не беше време. тоа само да кажам онака како сега знаеш земи овој дава кошеви, него стварно беше онака зрела игра, баш плеймейкерска. И дојдоа некој помни, прва помна беше од полски од Лублин, кај што ме бараше еден тренер директно. Меѓутоа кога видов дека тие се последни на табела, нешто тука се сецнав. Искам да ти кажам. Чекај да размислам, Си викам, маце, не, види супер беше све, Кај ги ама одам си јас, викам, бе, брат. чекај бе, дај да се борам за нешто сега, ја као уште да бирам, знаеш. Ама кога можев да бирам, бирав. Ти се даде. И у исто време ми звони Питешти и една менаџерска агенција, нели, пакет со тоа. И јас одлучувам дека у Питешти ќе одам. Со тоа што тогаш играме со Приштина, знам играм последна такмица со Куманово и треба у среда да играм и у петок одам за Романија и треба да играм против тогаш шампионот на Си против Орадеа. Орадеа. И сега јас како фактички правам одма таму статус, давам на Приштина 30 поена и се испраќам со Кумани ми даваат и Јасно. таму карикатура една ми нацртале. Да. Имаше Да, тоа. да, ме испраќаа таму она и супер тоа, фала им на тоа и цел живот ќе им бидам благодарен. А и знаат они ја. Да, јасно. Каде е Куманова за мене и одам се летам за Питешти, треба да играм. Јас? И дојдем у петок, у сабота е дерби. Тоа е дерби за нив, ама тоа никој не очекува дека ќе победиме ние. Јас тоа ние давам таму 25 поена. Уште не сум дојден. И сега тоа знаеш, не си распакувал кофер. И сега тоа, знаеш како е, тоа е одма мене ми е нормално, ама не, мене ми е. Да. Кој е овој? Кој дојде бе? Да, а мене ми е тоа у тој момент ми е нормално. Зборам За наши прешол из едни патики у други, само да, сада и си играм и сега знаеш како, ама одма правиш не против било кој, ти играш против шампионот. Орадеа беше. И јас тука си направив статус за одма да потпишам и следната сезона. И некако ми се погаѓаше таму да си играм најдобро против недобрите. Така ми се погаѓаше, не знам, се поклопаа коцки со Клуш 33 поена со Стејава. Си знаел што? Со не знам, така се погаѓаше. Имав и таму добро слобода, тренерот ме сакаше, морам да признам. Кој беше тренер? Беше Шапера. Шапера, добро. Да, Шапера беше, после не знам, дојде втората сезона на крај на еден дечко што беше во Крајово. не во Крајова, во Тургу Муреш. Не знам точно како се Добро, беше. не. Али овој ми даваше слобода, играв таму и нели знаеш устранството мора да се двоцифрен, Како тука нема. И одма те анализираат, ако даеш 6 поена, зошто си дал? Ако даеш 25 си добар, 6 ако си не чиниш и така беше. Класика. Да, така беше, останав таму 2 години, убави години. Убави спомените остана. Многу убави, искрено мислев дека ќе останам подолго, не останав. Ради некои причини. И така да Питаш ти како град. питаш ти да ти кажам искрено за тоа ја што го правам во моето секојдневие, кафенце, тренинг, Да. прошетка малце, се имаше што треба. Да, 45 минути од Букурешт, да, близко. автопат плюс, обично таму малце со автопат. Да, тешко е. патиштата Знаеш, е со возот се зафркнато. обично. Да, ова беше близко и таму знаеш како што сум ја ваков. Да. Лик исто пријатели, доста не ми беше никогаш досадно. Не беше толку тешко за тренинг, како што знае да биде, нели, беше многу ретко беше 2 пати дневно тренинг. И големи се патувања, Да, и патувања и и овако, онако. Така да погодено ми беше, баш погодено ми беше, дури искрено мислев дека поише ќе се задржам, меѓутоа така. Значи ти беше топ таму. Да, така. многу. Романија пред да одам имав некоја така резерва. Верзија. Да, некоја као ајде, знаеш, што како би било, меѓутоа Некоја резерва. многу позитивно се изненадив од се, буквално од се. И од за спортот не ќе да зборам тоа колку се они Да. понапред, поготово пошто ние нели пратиме и сакаме фудбал. Знаеме, Фудбалот, колку знаеш пати, дека таму е да. во фудбалот имаш пренос на телевизија од 3-4 лига. Да. Романска. Јас се сеќавам кога со Кожув, па и ние се сеќаваш со Куманово, ги тепавме крајова, таму има слика, мислам, и ден денес тоа Кумановци подобро знаат, и негде во архива сигурно има. Мислам дека можеби ја имам негде на друштвени мрежи.
Но во тој хотел, во сала, тие услови како да си дошол во, не знам што викаш ти, во Франција некаде. Знаеш, све ти е припремено, овошје, овако, онако, тушеви по последна мода, све, температура толку и толку, салите хотели се. феноменални. Значи ти хотели се. очекуваш, си викаш ова комунизам, нели ово на нешто Да, као ти пунат глава со нешто. некој ти збори нешто, ти Така одиш е. таму, си викаш чекај, водиш ти у Клуш, на пример, ти влагаш у Клуш, тоа е институција. Како е? Тие возат напред пред сала паркирани X5-ки сите Тие се убави градови, Орадеа, Стар град, Орадеа, Клуж, Преубав, Напока. Темишвар неќам да зборам. Темишвар, Сивил, Преубав. Се Ово е Јаши, Преубав. Питешти не многу да кажеш сега не знам колку Убав. убав, ама средено град. Крајова не е лоша. Крајова дури сега мислам дека е уште Во центар е навистина Да, убава. Сам да кажам многу позитивно поминав. Многу позитивно. Да. И имав и добри многу такмици, бројки и се, ама едноставно сакаше да биде така, веројатно. Да не останам поише таму, се менја некои работи и тоа е тоа, ама супер искуство. Да. Родна Македонија, Гуда, Гостивар. И па вака си Мачкица, твојот пријател да. те наговори да дојдеш, мачки не беше мачки. пијанецки. После дојде. Не беше мачки, Да. поздрав до братот. Поздрав до мачки. Зашто не беше? Види, јас имав чекав летото, имав многу добра понуда од Черкаси, Украина, Украина. Мавли. Да. Меѓутоа они имаа некој плей трнец Дифтар некој? повреден Аха. и сега веројатно не можеа да се договорат нешто и јас бев на чекање, на листа на чекање бев. Како во болница. Ако он се решат со него да се договорат нешто, јас ќе улетав, ако не, никому ништо. И се Јасно. деси ова другото. И многу е јако што ние у Скопје седиме во еден кафич и сега доаѓа тука, пошто со Марче сме и Да. сме блиски. Јасно. И седиме и сега он доаѓа, ајде бе, вика, дојде у Гостивар, викам, ја би дошол одма, ама чекам, викам нешто. Што не можеш да решиш со пари, може со многу пари. И викам, чекам нешто и викам, не знам што ќе биде, викам нешто не ми е сејна ситуација, пошто веќе знаеш јули кога проаѓа, Тешко е. више те фаќа тука Параноја. нервоза, си викаш чекај ова јули, а искуствата мои да не ги повторуваме не се најдобри. Многу се разбирам. И го нема човеков сега тогашниот агент. И јас, не знам, имаше Изрински нешто, имаше мислам. овие Бугариве, Балкан нешто, ама све тоа некако не Не ти е дефинирано. тоа. Знаеш, тоа беа муабети, ги знаеш тие. Слушај, почекај, имаме, немаме, а тоа уствари испаѓа ништо. Немало, само е филм. И јас Мртов лабук, и што јас еден викаше ден ми дојде Цацко. преку глава ми дојде и земав телефонот и она најлошото што може знаеш. Слушај ти, вака. Па, толку беше со тој агент. И што ќе правам? Тоа аз нормално се дознава дека ти си веќе тука слободен, си знаеш Скопје како е. И ми се јави Марче. Ми се јави, вика, аце, знам, она што се деси. Ти се разгаламиш у Ѓорче, ќе се чуе да, до како ти е до расположение, радишење. дали вика има шанси да се видиме. Вика, знаеш зашто. Вика, ако нема, да не се гледаме, ќе се дружиме ние секако, ама ова е друго. И ја викам, има шанси, ајде да се видиме. Во тој момент во клубот беа повеќе луѓе беа, меѓутоа со мене контактираше Бали Сејти. Да. Кој што исто многу го поздравувам, ја многу Голем поздрав. мислам Почит. еден од луѓето кои што ги почитувам многу и кои што сме се дружеле лептен. И он беше некој што рече, она, знаеш, види, тоа не беше дали некој ќе ти даде нешто, него едноставно самиот пристап кога некој човек прави нешто повеќе од што може, тебе ти значи и ти се осеќаш убаво и викаш окей. Не се работи више за услови, Пари, за него ништо. се работи за тоа што пристапот е таков и јас викам не се мачете, дај. И они вака, да стварно да, викам и така потпишав таму. 3 години помина таму. И добро играш. Па да ти кажам, јас дојдов таму, 2018. да, не знам точно која беше, тука беше една година или две Мислам- пред короната, како беше. Па 2 години пред короната, Да, мислам две година, зашто 2018. короната ни го расипа едното првенство, ќе стигнахме Да речеме, далеко. да. Може и ќе. И добра екипа имавте. Па имавме, види, јас со Марче комунициравме, бевме тренер играчи, нормално на терен со него се знаеше тоа граница. Да, јас. Надвор од терен имавме комуникација за кошарка и за други работи и секогаш он беше таков да
да кажам, не ги криеше работите. Дали го кошарка како Марче сега, не знам. А Марче беше во федерацијата пред Да, некое знам, време. ама Сега не е се директно. откаже нешто директно од уклучен. тренерска Не е- работа или? Па не е откажан, не верувам, не е откажан, сигурно можеби чека права прилика или Да, нешто. јас извинете те прекинав. Да, и ние имавме комуникација до он секогаш кога додека јас бев таму барем, играчите што А сите 3 години бевте заедно. да. Сите три, после он си отиде, Алек дојде на полусезона и после Јончевски. следната година јас имав договор, ама си отидов во ТФТ, ама ќе дојдем и до тоа. И комуницираше, сакам да кажам, со сите нас. Димче беше тогаш искусен, Тасовски, да. Ицо беше тука, Нимчевски, да. беше Хрватов плей, Јуре Сегарич. Да. И он комуницираше со тие што мислите дека ќе му дадат мислење за некои играчи, така се носи играчите. Например, он ќе одлучи нормално, меѓутоа ќе те прашаат се што мислиш ово, што е Така. јас го за мене најправилниот однос. Да, тоа имаше и кај нас у Кожу, зборуваше и со нас и со мене. Тоа е многу пати. најправилниот однос што денеска ретко кој го има. Го имав јас тоа. Марче е отворен за тие работи. Имав јас тоа во ТФТ со Боро и функционираше добро и Уште од времето кога кај Весел беа во кафичето. да, Уште од да. тогаш. Па види, Имаше таму. на крајот од денот тој играч ти колку и да го криеш, да не го споделуваш со играчот, тој треба да игра со мене. Така е. Така, значи тој ќе ни биде од корист на сите, тој не е го. Некои работи не може да се сокријат. Да, и така да таму беше супер. Истото беше таму малце на, да кажам, на пониско ниво, не е исто како Куманово, многу поразлично. Да. Ама исто еуфорија беше од тие години, 2-3 години. Имаше полна хала беше? Да, полна, многу полна. Стварно многу полна, јас фатив многу полна сала. Највачи. Највачи многу луѓе обични што сакаат да гледаат кошарка и Гостивар заживеа, да кажам, кошаркарски многу. И За жал тешка ситуација се сега, во тешка полза се, али да, добро. за Се жал надевам дека јас ќе се излечи. искрено да ти кажам и таму имам стварно многу пријатели и тој клуб ми е си го сакам и како и сите останати кај што сум играл. Да, нигде не се затворил врата што се вика. Не, нигде напротив. И посакувам се најдобро нормално и мислам дека и Гостивар и сите овие наши градови други кои што сега некои не се во прва лига, како Струмица, како Велјас, како сите Треба да се заслужуваат вратат. место Треба да се во вратат. прва лига и сега тоа не е, мислам тоа треба да се види каков систем да се направи. Многу убаво на Може Гости. некое проширување Да, на лига, али дали тоа е проширување, дали некои групи, дали не знам какво тоа не е сега во моментов изводливо, меѓутоа убаво е кога одиш на гости, која е полна сала и кога тие живеат за тој ден. Да, така е. Ние што сме били у тие помали градови знаеме тоа од понеделник до петок се разговара само за тоа, па ден утакмица Така се седнува у кафана, у кафич, па се чека денот и утакмицата и моментот. Се живееше за тоа. Да, Знаеш, и тоа е голема разлика. да. што- Така да што- тие градови заслужуваат да имаат спорт било каков, а посебно овие што се кошаркарски Што ги градови, спомнав. као Гостивар, Струмица и Велес на Куманово. времето, Куманово, тие треба да се по дефолт у лига. по дефолт, Да. што викаш, што Да, по тачком По разум. дефолт. Кажи ми ТФТ одлазак 2021 после корона. ТФТ Еден сериозен проекат. Да, Јас ТФТ не знаев за таа екипа, се појави нова екипа да ти во кажам, 2019. Да, се појавија они и одма видовме сите нешто поразлично. Односно, мене ако се јас се прашувам, тој некој систем на ТФТ што беше тогаш, сега како да е основа, пошто кој трчање, смисол? атлетика, контранапад, атракција, повеќе на физика неголи на, како да кажам, на струка, да не се Добро. изразам погрешно. Добро. Сакам да кажам, они беа тогаш екипа, дојде тој Амир Смит, куца преку сите. Дојде тој Андерсон шутира од 12 метра, на пример. Сакам да кажам, беше малце чудно. Поинако. Ние научени сега шах. Ма Да. тиш, кој шах? Те Кој претрчуваат, имаш- каков шах? Кој имаш нешто поинако. Промашуваш, те претрчува. Што ти шах, кој шах? Сакам да кажам, они се појавија и некако си викаш, чекај се овде, што се деси? Ова не е нешто нормално. Добро. И првата сезона, зборам пред јас додам кај нив, они беа така, нови, некој нов стил на кошарка, некоја група на луѓе собрани и си викаш, чекај, овие, знаеш, не се за подценување. И добро, бидна тоа што бидна првата сезона и сега летото јас таму случајно, спонтано се здружив со нив, од екипа, од клубов, со Боро јас се знаев, Од сме Смилковски. се знаеле вака, ама не сме биле блиски. И во некој муабет таму знаеш што ќе те земам, нема да те земам, ово имаш договор, немаш договор, такви муабети. И јас имав постоечки договор веќе со Гостивар. Меѓутоа
од некои причини своји одлучувам дека треба да си одам од Костивар Да се вратиш во Скопје. и да си се вратам во Скопје и Така. таму се враќам и таа година ми една од после овие Кумановските можеби една од Колку остана таму? Една или две? останав 2 години во кои што во првата освајаме куп. Куп. Да. Тоа ти е вториот куп после МЗТ, тоа е 2022 година, 2021-2022. Да, иначе тој ми е не можев да проверам баш барав дали ми е трети или четврт, пошто имам со работнички еден сигурно. Ама дали имам два не сум сигурен, пошто еден ми е освоен со Марин, еден со Стерулјан Доновски. Не сум сигурен. Пошто јас бев во тие состави. Ама ти се сметат како два на званична... Да, знам и јас не можев, поише имам од два, меѓутоа не е може би битно, дека тоа не е да, точна не информација. е ни важно, сакам да кажам дека ова беше, види, Со ТФТ да земеш купот. значи ние последно коло пред нова година, нели во Македонија се рачуна пред нова година како ти е пласманот, така играш куп од прво до осмо, немаш Од ти осмо, некои квалификации, така, ама нема до пред нова година, прв дел уствари кој ќе заврши. Јасно. И ние имаме коло кај што ние сме 9-8, а ако победи Кожув е 9, ќе не помине, ние ќе бидеме 9 и 8 на куп. Да. Значи ние рачуне сега ние се тресеме до последно дали ќе играме куп воопшто, екипава. ТФТ. И сега губи Кожув и ние влагаме Во куп како осми. и добро. Сега Ајде, ќе Боро- играме. Боро како Боро, секогаш оптимист. Да. Така му е пристапот и Падоро Кумановски сеќе. да, и плюс секогаш стварно сме оделена победа без разлика на кој натпревар. И доаѓа купот. На купот прво место Пелистер. Ние со Пелистер укрстуваме. Пелистер сега 10 играчи кој од кој? Земја екипа. Тој Трајковски, Кој од кој? Кој од кој? Стаја Малешевиќ, Малешевиќ, Трајковски, Стајич, Кесар, Стајич, Караџа, Караджи, да. Овој Американец. уште едно бекче имаше Србинче, не знам како се викаше. И дали беше и Крстај, овој Крстајич, не сум сигурен. Крстајич, да. Не знам, беа многу. И американец овој. Стојан Ѓуровски, Љубомир страшна екипа. Младеновски. Бубен. Нема кој да ги бираш. И ние сега Ајде ќе одиме, ја. прва утакмица од 12. Знаеш, таа првата. Сега ти види, они си више проектирано е тоа нели финале горе доле, знаеш како викаат на куп. Ова. И ние доаѓаме кога ги фативме. Ба. Играње е стварно едно од, може со ТФТ едно од подобрите утакмици. Може, сигурно топ 5, јако сум. Може и топ 3 да е, таа со Пелистер. Беше феноменална игра. Добро, прво знаеме која е. Да, феноменална игра. И ние знаеме дека ние ако победиме, крстуваме на победникот ФНП и не знам кој беше сега, дали Фени, дали... Значи, сакам да кажам, у полуфинале би биле фаворити. Например, ние, ама ако помија Пелистер, Што не е очекувано. Никој не очекуваше нормално. Јасно. И ние го победуваме Пелистер, иако ни се вратија во еден момент нешто, водевме ние 5-16, како беше, не памтам. Точно ни се вратија, сепак победивме. Со ФНП полуфиналето беше полесно. И сега Финале. финале, МДТ. финале МЗТ. Во МЗТ составот пресериозен, да бидеме реални. И Војдан беше дојден тазе, мислам дека беше дојден тогаш Да, тогаш да. месец дена, 20 дена, дали така нешто беше. Од тазе се врати. Тазе дојден беше. Тома прва. Да. А ние одиме на победа. Ние значи не таква е атмосферата. Значи ние Кај се играше во Кале? Во Кале. Во Кале? Во Кале. Ние одиме на победа. И јас се договарам со Нури, тоест не се договарам, он само ми вика, аце ако освоиме те шишам ќелав и толку нема тука што да разговараш. Ја му викам ако шишеме, ама јас на пример сум оптимист, ама не верувам Како дека уште има голем поздрав до Нури, како уште да, има најголем поздрав до Нури. Како има желба уште да игра. Игра. Има проблеми со тренерот, ама ќе ги реши. Па да, ќе ги реши. Гледам на конференција за штампа. Вика не ме сака тренерот. Тоа му е плата. тоа му е Ширам дезинформации тука. Да. Луѓе ми вика абе најредовна плата е во ТФТ. Додека бев таму не ме сака тренерот. Така да нема врска, ова е шала нормално. Да, шала. И ние не знам како ти обяснам. Тоа беа луѓе што зуеа на терен. Трета утакмица, трет ден, реално. Со МЗТ финале, за финале зборуваш. За финале, да. А они екипата стварно многу јака. Може последна екипа онаа што да кажам беше така со ептен склопена, добро. Добро склопена. За МЗТ зборуваш. За МЗТ, да. После тоа мислам дека има некои
беа доминантни, Добро. ама не е така. После Лига, ние освоја само за доминантно себе, лигата, ама сакам да. да кажам, беа стварно подобри од сите и ние сега се поклапаат коцки тука. Феноменално играме во финале, поготово одбрана и освајаме што стварно беше чудо. Мислам, ја многу ми е драг тој. Многу ми е Да дури не кажем најдраг. да не па ајде знаеш како најдраг у последно време сигурно Да. најдраг, затоа што не ете сум губев и доста финали ја морам Но да јасно признам. е. Не сум И јас и ти. не сум горд. Ама бевме секогаш она што викаат underdog мојата екипа. Па ете, а и сега бевме, ама освоивме. И сега на пример, Јасно. знаеш како тоа беше Како со Куманово да земавме титула со МЗТ. многу 2015. Многу убав момент и многу убаво искуство и тоа исто со ТФТ. Добро. Јас Не се сомневам дека било така да знаем дека тоа финале било навистина еден добар надпревар и цело овој надпреварување во самата сала на Кале, како што викаш, јас сум побркал, мислев дека е морам Кавадарци. само ќе ми извиниш тука, морам да пошто ги спомнувам луѓето тука што ете ги спомнав во Куманово, кои се битни во Гостивар, кои се морам во ТФТ да кажам едно име кое што ми е многу добар другар близу. Сакам да го поздравам и да потенцирам секако. дека еден од најзаслужните што јас дојдов во ТФТ покрај Боро како стручњак, ова е значи тоа е ние го играме Дуки, Дуле Шопкински, знае он јас колку го почитувам и сакам Да. и морам да нагласам дека он е една од клучните фигури за тоа што го направи ТФТ и што го прави периодов. И ден денес. И ден денес и не може, јас нема шанси да го изоставам тој да не кажам дека он е Не, еден сега од го. луѓето кои што во мојот живот се појавиле, кои што направиле многу работи за мене и фала му за тоа и голем поздрав Дуки. Голем поздрав. Иако не го познавам, али Да, голем ама поздрав. сакам да ги секако. спомнеме сите што Така, така, имаат што некој значило допринос, нешто, нешто што сум така. ги сретнал во животот и што ми се многу блиски. Така. Заминуваш за Битола. Да. Како беше Битола? Па види, јас знаеш дека си ги сакам малите градови. Да, Наводници мали, мали, не, Битола е многу далеко од мал град и Куманово исто. Па одам во Битола стварно со амбиција голема. 2 години беше. Да, 2 години одам со амбиција голема кај што ми Кај Мац Илиевски. Да, кај Мац ми презентира еден Голем проект. поздрав и до Мац. Да, поздрав. Ми презентира еден проект кој што стварно за наши услови беше нереален да се поверува од старт, пошто секогаш кога некој најавил проекти, знаеш, кај нас било дали е сигурно, дали не е, Да. има, нема пари, знаеш тие муабети. Класик. Меѓутоа јас на мои години тука не се двоумев многу, иако имав понуда од работнички истиот период. Да. Меѓутоа Пелистер и конкретно Мац беа многу посериозни Посериозни, да. во пристапот и одлучив да потпишам таму. И преубаво си поминав. Да, таму. јасно. Првата година озбилна екипа. 2 финали не изгубени, едното во последна секунда, финале куп. На куп. Кај што водиме 39,5 минути и губиме. За жал, многу ми е криво зашто тоа беше една атмосфера која што Во можеше Битола да се спореди со оваа Кумановската во Битола, да. Некои луѓе од Битола дури викаат дека на ракомет на утакмица нема толку народ. Мислам дека рекордот им е со Лемго 98. Точно, да, баш имаше пред сега денеска или вчера баш видов некој клип, меѓутоа ова беше верувај за кошарка Невидена работа. и стварно ми беше многу криво прво што не освојав, второ што јас играв добро таа утакмица. И тоа не е ни битно. Па тоа е нешто што те прати кроз кариера. Да, тоа не беше ич ни битно, него битно беше дека заслужува клубот како клуб да освои нешто. И веројатно ете тогаш немавме среќа. Сега види, Пелистер е многу убава средина за спорт. Значи, Битола е убаво да, градче. тоа дефинитивно е така. Сега моje мислење е дека како и сегде мислам во Македонија дека тука фали малку се поише струка, дека Да, јасно. дека треба малку да се работи повеќе, дека условите основни они што многу клубови ги немаат, они ги имаат обезбедено. Значи, таму нема утказа за плата, нема утказа за стан, за храна, за многу работи и клубот функционира феноменално. Меѓутоа
нешто фали за да се дое до пекар. Нешто многу, тако мало, тако многу, а? Да, тоа малце не е малце. Малце изгледа, ама не е малце. Не малце баш. И така Али да, добро, јас голем поздрав до луѓето од Битола. голем поздрав до Битола, исто и до сите што се во клубот. Јас сум многу близок со сите Да, и јасно. комуницирам и ги почитувам. Така да и најувам за нив кога играат со сега кога играат со Европа, ФИБА куп, така да мене ми е драго сегде кај што сум бил, па ќе Јасно. кажам за сите клубови имам некоја емоција, за некој поише помалце, Многу меѓутоа јасно тоа. меѓутоа сегде сум поминал стварно феноменални години и не се каам за ниеден потек што зависел лично од мене. Јасно. Кај што јас сум одлучувал лично кај да играм, секогаш било тоа правилна одлука и ова после Битола исто така. Да. После Битола, ајде да те прашам, па ќе преđеме малку на некои анегдоти, Да. полака да се Да. одиме малку на Евролига, да кажеш своје некои Да. мислења, па враќање во работнички, дали да ја завршиш кариерата или Па пак ќе се дигаш некаде, пак ќе те видиме некаде во Европа. Сега последна утакмица нешто гледам таму, се вртам лево десно и си викам маце добро. Уште можеш, Не си толку лош, се мотам нешто лево десно. Не гледам дека имам 38. Знаеш, кај се моташ, ало, чекај, полека малце. Скоро со Даре Соколов збора, вика, Да, Даре што правиш? Даре, се спремам, ќе се Вика, се враќам. спремам. Па, чисто. Вика, Даре, кај ќе се враќаш? Вика, се враќам да играм кошарка. Даре, колку години? Па на лето, братче, Ама, 40. Па реално- нема врска, викам, што? И се враќа братот. Ама фали Даре? Да го Фали познаеме Даре, и да Дарче. позна за Дарче. Фали Дарче, Фали го Дарче. нема. Фали. Фали Даре го Фали. нема. Стварно. Реално. Така да, дете, ти имаш уште 2 Нема- години фора, он ја сумнеше Да, за ти. види, И пак може во романи да те види. Види, ја да ти кажам сега, работнички, окей, добро, тоа е мој клуб, Да, сум почнал исто, таму исти сме. и тука нема што да се разговара. И имав многу понуди од работнички последниве 15 години. Морам да признам дека они се обидуваа, не дека не, јас имав некои други планови и сега конечно да се укрстија, да кажам, патиштата и Значи не планираш ова година да ја завршиш кариера. не, имам ја и до година договор. Значи година и пол имам јас. Гледате луѓе зашто Види. и не открива ништо. Година и пол имам јас договор. Па добро. Се надеваме на најдобар исход годинава. Значи добро, втор дел и до година. Сега можеби ние ќе бидеме гости кај Јаце. Да, али се надевам на многу убави денови со работнички јас. Да бидам Јас се искрен, надевам. затоа Господ што те јас слушам. не сум, мислам, не дојдов сега Не. да го жалиме ни Не. работнички. Значи така да јас дојдов да помогнам колку што можев. Од И од мој агол, она што го видов, уште си во добра полза, уште си Па во бев добар во- ритам. да, бев- Може би ти треба мало Да, да. некое време да малку да Види, влезеш во јас систем. не бев во ритам, не бев, морам да признам, не бев во... Прво не очекував дека нема да имам ангажман. Така се поклопија работите, едноставно, веројатно. Многу така. пати ни се дешава низ кариера така требало да биде Да. и бев тука на граница, дали да играм, да не играм. или енде. И не бев многу нешто да се спремам или да тренирам. До одреден период, до негде тука крај на август, почеток септември, нешто и бев окей, после со некои наши терминчиња за фудбалче, така се Јасно, државме. јасно. Пензионерски. Пријателски Пензионерски. пензионер, како ја во аматерска Да, лига во Лесково. Да, и работнички ми се јави во ноември. И тогаш не се договоривме. И овој втор обид беше по малце подруг и од нивна страна. И навистина ме убедија и јас знаев дека еден ден тоа ќе се случи. Не знаев кога, меѓутоа знаев дека јас Ќе се вратиш пак на место на ќе злоста. бидам таму некој кај ден, што си почнал. дали во ваква ситуација, улога, дали во друга, не Сега, знам. да не ми се налютиш, али мислам дека може би место кај што требаше да завршиш или се работнички или Куманово. Така е, Ето нема. нема, види, Ето нема. Па нема. Уз дужна почит кон сите клубови каде што си играл. нема збор за тоа се веројатно таму сум почнал. Мислам дека А ваму, според мене. се случиле Така, многу работи така. и да ти кажам искрено во моментов освен што може резултатски да биде подобро, се друго е феноменално. Така. И јас треба да сум биде, пресреќен што е така и што Поздрав до сите парбојци до Да, работнички, поздрав големи. сите во клуб И и до се надам нив. дека ќе гледате оваа емисија, Да, сигурен сум. они се мои другари од Ѓорче, така да, Така, мислам поголем дел. Да, голем дел. И
се надевам дека ќе допринесам ја тоа што се бара од мене да биде клубот Мислам дека тоа што треба да Сигурно. да биде и би реално сега јас и кога не сум бил во работнички, сум сакал да биде работнички јак и да биде знам сме имале секогаш твоја поддршка. Да, да биде добар и да биде, пошто тоа е најголем бренд Така, и едноставно и мечот сега што беше пред неколку дена во МЗТ покажа дека Дерби е дерби. дерби е дерби и дека луѓето сака да го гледаат тоа. Без разлика Така е. кој Дали е? клуб во каква ситуација, и МЗТ кога бил на времето знаеме во каква ситуација беше. Луѓето во Ливенката се собира и 5000 ама души на виси. таа утакмица се собира. Значи на тој натпревар не доаѓаат они сега на некој Да, друг. да. И тоа мора да остане нормално ако заслужиш да не бидеш во лига, треба да не бидеш во лига. Тоа да Тоа се е многу разбере. јасно. Меѓутоа во моментов некои работи се случуваат, мислам дека работнички сега го заслужува да биде дел од нашава лига и општо да биде кај што треба да биде и кај што бил секогаш. Така да се надам на успешна завршница на сезонава, а до година јас лично, а и клубот Јас мислам дека- влагаме, ќе влеземе со повисоки амбиции Ќе и испратиме сето тоа, ќе мора да Да. се трга за барем некое финале да се избори дали купот Па- или првенство. па само здравје викаат. Само здравје. И тоа е тоа, ќе видиме ше. Аце, за кариера која што беше глобтротерска, Да. завршивме тука, уште не е завршена. Тоа кога ќе завршиш Да, кариера, ќе пак ќе завршиш. дојдеме или ние кај тебе или ти кај нас за реприза, но има уште 5-6 години да игра дечко пред мене. Така да уште не е ни блиско до крајот. Што би се рекло, но ајде има некои анегдоти од младинска селекција Да, и збореме, презентација, да малку да се насмееме, зборавме пред Види, мораме да идеме на младинска, затоа што нема ни замера толку, пошто сте Нема. биле деца, ги речат деца Нема. беа. да не Ако збориме отвараме. сега за овие други анегдоти Пандорина и, кутија. и настани, тогаш ќе речат немој овие Жити кај ги се. најдовте, кај ги запустите. Да, бе, да. Па ништо, анегдота, ова е, ја знаат генерацијата моја 87-88-89, интересна генерација, која Што се случи? мора да ја пофалам, зашто реално таа генерација држи Најдобро. шарката. Моментално. Од 8-6 до 8-8, 8-9, Стојан е 9-1, он више, ама Да. он е сам таму, не знам кој Да, има таму. сам се случи. Ама што се случи тогаш? Тие некои стратегии, што се деси? Ацо Петровиќ имаше проблеми со вас. Види, ние одиме на првенство во на словенски, тоа мислам дека е Горица или Нова Горица, а на италијански Горица, тоа е на шпанска леле каде. Словенско-италијанска Таму кај граница. шутираш втора лига. Да, словенско-италијанска граница, некој град што е полн со стриптиз барови, со казино, со не знам што таму. Добро. Да и не носат нас деца. Така На право место. На право место, тинеџери. И сега ние деца кој деца пубертетот, знаеш како е. А тоа е А дивизија 18 години првенство. Да. Кај што учествуваат, ако ти кажам кои играчи сега, значи најдобрите играчи тоа е таа генерација. И добро, и сега ние не сместуваат во хотел, нема вeze, и сега како хотелот на прв или втор спрат, мислам дека прв беше, има ходник, па има као нешто тука, као фоаје, као нешто, и продолжува па ходник. И сега на крајов од ходникот има врата, ама не врата, вратич. Таму излагаат жениве што чистат, што средуваат од хотелот. Чистачки, да бе. Особи од хотелот. Особи од хотелот да пружаат алиште. Да. Значи, овие чаршафи, Да, постелнина, перници, такви лево, да. работи. Добро, и сега ние нормално што ќе прашаме прво код деца, што има у градов, што се случува и не кажуваат казина, клубови, нокни, ама кога па вика петок или сабота, мало град, ќе знаеш. Добро. Што правиме ние? Ацо Петровиќ, тогаш строг. Маки Поздрав за Лазарски, Бог да го прости, беше прв, Да. беше селектор, Ацо беше помошник и сега Ацо построг нормално. И што ќе правиме ние петок или сабота? Како ќе маневрираме сега? Треба да излеземе. Како ќе останеме ние дојдеме сега? Багдадски лопови. Да, како ќе искочиме? И добро, и што правиме еден ден, гледаме кој го отвара вратичето таму од ходникот, пошто Се секоја заклучува. вечер Ацо, например, и Маки, и таму луѓе во што се репрезентација, беше и татко ми, седат и си седат они до 1-2 на вечер, ама во 11 имаш контрола у соба. И вика, тука ли се, тука сме, добро, и така си легнувавме, и се доаѓа петок. Меѓутоа, што е проблемот?
сабота, Сабајле, не беше Сабајле, 2 сат ние играме со Латвија. Најбитно такмица дали ќе останеме во А или ќе одиме во Б. Они се поаѓаат многу од нас, ама Да, нема јасно. врска. И добро. И сега ние направиме скаутинг више, сме цел ден анализираме кога идат чистачкива за да видиме како го отварат вратичето, пошто вратичето преку ден затворено. И сега не може ние како Не може ќе да се стегаме, исклучи. кога немаме ключи, добро и проаѓа и сега не знам, проаѓа 2 пати дневно. Арно, ама они го заклучувале, ама го ставаа на она знае што е за пожар. Се отвара и тука исто тоа беше пожарникарно, стакано, да, вратиче, го става клучот и го затвара и тука исто е клучот, не го зема со себе и ние опа. Тука си. Джекпот. Добро и го приметуваме тоа и викаме слушајте дечки. Бегавте. Значи денеска слушајте се. Тренираме, правиме тоа, знаеш, прво квалификација, јак тренинг, све поштено, ќутиш, се спремаш до такмица она. И викаме слушај, туе дана е сите соби, ама со фармерки. Легнати и кој ќе влага Ацо, значи сите сте легнати и тоа е тоа. И сега од собите вака кои што се у еден ходник сите соби од иста страна бевме сместени. Значи само од лева страна на пример и колку 6 соби по двајца или по тројца може бевме, не знам, 4 по тројца. Имате не знам шифра. там. Да, и викаме Оштарува слушај, ќе извони влезе два Ацо и сега кој ќе излезе Ацо, имаше тој од последната соба што излага, треба да даеш знак да тропне, 3 пати мислам беше, дека Ацо завршил со проверка. А 2 пати кој ќе тропнеме од мојата соба до последната, тоа значи скачаме. И сега, ние, пошто Ацо оди, они седнуваат, ама они не одат у соби Ацо, него седнуваат во холот, тука. И сега он не може не види, пошто тој е закосен малце ходникот. Може да слушне само звук. Ма не да Боже, ако слушне звук у тоа време, Ацо толку е. Шамари се јадеа. Знаат него играчи. Не зборам се. Знам на кој мислиш. Да. И што правиме ние и полека, цак. Одиме до вратичето, скоро сите, и излагаме, ама ние не знаеме кај излагаме. Значи ние само знаеме дека ќе излеземе низ вратичето, а не знаеме што следи. Излагаме ние, ова е више 12 сат, значи рачунај хотел спијат сите, репрезентации сите се. Како што одиме тоа да излагаме ние на кров. Значи ние тоа било како терасиче отворено и има тука кров фактички вака и на горе, значи тоа се керамиди. Не разбираш? И сега ние не знаеме каде одиме и само не знам кој беше прв, дали ја бев, дали некој друг и се одиме по керамиди, еден позади друг, а тоа нешто го се прави пам, се слуша 12 сат. Јао Боже. И доаѓаме Багдадски лопови. Да, и доаѓаме до едно место кај што више од керамидите нема каде, само може да скокнеш. Значи нема више од него. Колку метри си долу? Па 3-4 метра. И што ќе правиме? А таму кај што треба да скокнеме, има луѓе работа, таму ти бил да ти била кујната од хотелот. Значи ние рачунаме по керамиди, така. 10 души треба да 10 скокнат. души по керамиди. И сега што треба да правиме? Ние викаме овде нема, мора да се скока. Не може назад, кај ќе одиме назад? Назад нема каде. А темница, мрак. И што ќе правиме? Да скокаме и деца. Сега што ќе кажат? Сите деца сме. Јасно. Скокај. Не знам кој рипна прв. Не ми текна кој рипна прв сега и ја рипам втор. Ја рипање директно на пети. Пау! Доле. Повреда. Ја рипам, а чекај сега да ти кажам. Значи 5 сати пред ова. У 12 сат нарачано е такси. Значи доле на рецепција да не чека 3 улици подоле. Значи не чека кај хотелот, него 3 улици подоле, така беше хотелот, не е битно, ова го заборев во описот да го кажам. И се што зачува, доаѓа мачки наред. Мачкица мој. Ама слушај се, рипаме, ама и доаѓа мачки. И мачки, рипање и прање тоа бабао. Знаеш, кога почна, ова може и он, сите може да ти го каже. И кога почна да се палат сјалици од собите, една по една, так, као аларм. Значи мачки ги разбудил сите. Абе, палење сите сјалици, ти од кујната излагаат. Си викал, што седиш и пошто, види, тоа е високо сега. А мачки беше тогаш поголем малце, по-габаритен вака. 100+ габаритен. Не као сега вака, Не. сам еластичен. Сега е еластичен поза за мачки. И вау, и тоа се палат сите сјалици, и ние се од страв, Боже, и ние од страв деца, дека се почна да се палат сјалици, сега не одиме полека, него кој како рипа и трча. Знаеш, бегаш, да не те фати него, мислиш готово, и те кажа на селекторот, ако дознае, Прај. готово, толку од 2 сат. Ние имаме утакмица од 2 сат. Ама, пуста желба.
Пошто не рекоа петок или сабота излезија, петок не знам како беше сабота, си одевме по пладнето или пошто тоа што Да, автобус се одеше, не знам како беше. Точно. И тоа не е ни анекдота, тоа е на пример најголема глупост што може да им текне на деца. Да. И тоа не знам дали на секакви деца може да им текне. Али добро, били сте Меѓу кои креативни. Бевте бев креативни. ја водиче нормално, пошто како и на терен така. Да. И не е тоа да се пофалиме, не е да се Аме каже. добро, убаво е, што? Ама беше симпатично и феноменално си поминавме вечерта. Ама се утредента изгубивме. и сега тоа е лош пример, меѓутоа сега вистината е таа. Нема тука да се крие нема, ништо. тоа е младинска што се- анекдота, детска, а Да. иначе овие другите за некој втор, трет дел Да. таму, за други емисии кои ќе Која ќе остане како Кој и ќе некои биде- делови. кој ќе нема последици. Морам да те прашам, ајде само малце по, да кажеме, сериозно прашање. Најдобра петорка во твојата кариера? Со играчи со кои да. си играл, можеш и македонци, Да, можеш стански види, играчи. Ајде. Да, ќе твоја кажам одлука. вака, од најдобра петорка јас би ги избил нашите играчи, затоа што за мене стварно се тие Мислам дека е редно. се најдобри, затоа што може би ние играме во некои услови, други може би сме малце понепратена лига или понепопуларна, меѓутоа ние извадивме доста јаки играчи Така е. и тие беа стварно најдобри во нивно време. Значи почнувајќи од Владо, тука можам да го ставам и Врба, На го Кец. фатив малце. Искрено Владо на сега- Кец. Да, Владо на Кец. За двојка Многу незгодно. Многу Види, незгодно. на Кец ми се Бо, Врба и Владо. Значи ќе ги ставам тројца, еден од нив, со нив сум бил, малце сум фатил. Добро, Ама Владо може и да биде и на два. Да Онда биде Врба на Кец, а? Па, Или Бо? па Види, Кецови сме имале, тие не може ги избереш. Добро, да, да. Еве, нека биде Владо. Владо, Кец. На сите. Двојка. Да. Двојка, сега јас кога бев уработнички, кога ги фатив овие двојки. Дејан наши, Ивановски. Дејан го фатив на крај. Ристе го фатив у Праим скоро. Мачка у Праим. Праим. Димитрос. Значи тоа се беа озбилни играчи. Војдан е од моја генерација и Дамјан, кој што можам комотно да ги ставам. 2 на 3. Тука. Да, тука Значи- се комбо измеѓу 2 и 3. Тука можам да ги ставам нив комотно. Со кој да сум играл тука некој подобар на таа позиција од наши играчи да е, не знам. Значи треба да одберам од нив. Тројка може би Димче. Димче една тројка бетониран. Бетониран. Димче. Ја мислам дека све И друго. Ицо беше многу добар пред повредата, Димчевски, така, многу беше така, добар. така, Морам така. да го и поздрав и до Ицка. Поздрав до Иска. Беше Треба многу да дојде. добар исто мој соиграч тогаш пред повредата. Така да од нив ако треба сега да бирам ќе си изберам можда некој На од 2 и моите. 3. Да, значи па види. Војдан? Војдан ќе го изберам зашто е моја генерација. Да, Значи иначе да, Мачка беше озбилен. На двојка. да. На тоа време. Па добро, тоа нема да ти е лошо решение. Да. Сега кој го ставиш Димче- на двојка? Не, ќе го ставам Војдан. Добро. Двојка. Димче Тројка. Димче на тројка задни години на четврка играше, меѓутоа Димче на тројка. Многу доминантен беше. Беше Јас, озбилен. ти знаеш дека ја важам за Он добар дефанзивец. поише сега види, јас го фатив него, он кога беше најдобар играч, јас бев сега не да кажам со некоја друга улога, ама не бев главен играч. Сега не Да. можам јас да го значи играше он со мене на Да. тројка зборам позиција. Да. На четврка јас бев у некоја улога, он беше у друга, ама за тројка јас го имам гледано и знам како изгледаше на Да. тројка. Сега тука можеш ти да го ставиш и Дејан на тројка. Ама јас што знам јас за Дејан Ивановски, Да, сум бил 3 јасно, месеци со него. јасно, Така да не можам да го јасно, ставам јасно. него. 4. 4 мислам дека види тука леле тука. Чеко. Види, на 4 зависи сега ти кој ти е твоја стил на Добро кошарка. Бојан Трајковски. Значи по мене види сега тука е Перо на која позиција? Перо е Блажевски и 4-5. Перо Антич. Перо Антич. Перо Антич. Перо сега на која Не мислам позиција? ќе го ставиш на 5. Али добро, Гечевски онда мора. Ама и Гечевски може на 4. Па може. Значи они се сите Они види, се комбо. 4, 5, 3, 4. Бојан Трајковски. Перо Антич, Тодор Гечевски. Врвни. Чековски, Станко беше од друг аспект, четврка. Значи поразлично од сите нив. Да. Бојан али- имаше, Бојан на пример по мене По-комплетен да кажеш Бојан, од види, Бојан. Чековски. Бојан е озбилен играч.
Значи нема. Покомплетен, можеби не е добар дефанзивец како Станко. Не Перо, што да збориме се. Така. Сега како да го ставиш некој А и Перо Блажевски го фати. Он е Перо на четири. Блажевски Не знам го фати. Што да кажеш? Значи, сега, две не за петворки фал. да направиме малце. Не за фал. Од тие јас што ги фатив, пошто Не јас на благодарно. пример имам фатено дали зборевме многу генерации Да. и сега не можам да направам една петворка, можам можда 12 ги направам. Ама реално центриве исто се тие фактички тоа е таа Литванија фактички репрезентација, кај што ќе фали Бојан и ја. Да, јасно. Значи Јасно. Литванија Тоа е репрезентацијата, Тоа е тоа. фалиме ја и Бојан и тоа се веројатно тие луѓе кои што е Да, да. Јасно. и тука Која ти на 4? Ајде. Перо. Па Перо е сегде. Што се Перо и на 4. А на 5? Па на 5 па на 5 види. Сега, Онда Гечевски, а? Тоше беше мој стил играч. Да. Поише со. Знаев дека ќе го кажеш. Тоше поише со мозок него ли со све друго. Јас да он беше и атлета на времето, помнам. Јес, Беше, возада. не беше он толку баш. Али сакам да Возада. кажам дека он е мој тип затоа што ние сме работеле поише со глава, со Јасно, талент, јасно. со интелигенција, со така да кажам, не беше он сега некој да те претрчува и да скока. Јас за скокови мислам дека беше до пред некој време Така. прво јадранска и за банани нешто. Да, така беше. и ден денес го има Да, во, така во, нешто. во многу категории, што мислам дека го заслужува и со блокади, и во скокови, во индекс, мислам дека Да, е во да. 3-4 први Да. места, така да нема што да зборуваме. Така да тоа Добра е петорка направи. Не, направив ја Владко петорка, Илиевски, десеторка направив. Да, ама Чекај, сега ќе кажеме Владко Илиевски, Да. Бојдан Стојановски, Да. Димче Тасовски, Да. Перо Антич, Тоше Гечевски. Тоше и Сега моментално подобра екипа од Асфал. па Таа петорка. да ти кажам. Цела Види, Асфал. литванската репрезентација без Бо, на пример, да го земеш сега као странец Многу и да не додадеш Многу мене и се- Бојан, Уф. па Многу сега сериозно. види во некое време да сме биле поклопени сите у некое време Многу сериозно. со добра струка тука ние во некоја екипа би биле сериозни. Многу. И многу како сериозно. репрезентација и како дали клуб. Така да ние имаме со што да се пофалиме. Така е. Значи имаме. Многу генерации мислам дека Ние нема тоа доживеено од мој агол и мислам дека сте останали и ќе останете запаметени како некоја генерација која што ќе остане запаметена за секогаш. Според мене луѓе можеби некој има своje мислење. Аце за крај ќе оставиме Евролига за некој друг пат пошто не планиравме волку долго, Да, пошто да, е да. убаво и Убаво, да, збори, јас се зазборев. Не, сите ни е убаво. јако на слава сум. Не, сите сме тука, али ќе останем Да. за Скопје за моје гостување Да. таму Евролига ќе дотакнеме, има тука многу теми, Да, али да. ајде пошто сме почнале за крај, дали можело подобро во кариерата според тебе Па, и нешто ако можеш нешто Да. кратко да. да, види, јас сега ако кукам, Не за Нема- кукање. нема- Имаш фантастична кариера да, која нема- што е да, многу деца би нема- сакале да имаат. да, нема ништо да кажам нити да постигнам. Сигурно можело многу подобро. Да. Планирано беше да биде најдобро. И вака е топ. Да, Многу јас- деца камо среќа да имаат таква кариера Да, како јас ви им него. викам на сите кариера да имаат подобра од мојата, али да го имаат барем овој талент за овој спорт, да го имаат, тоа им посакувам на сите и многу поише, дај Боже да имаат од овој талент, пошто сега е полесно, морам да им кажам. Да. Многу е полесно, подостапно е се, дури и овие лиги што се непопуларни, што не се интересни, и тука доаѓаат луѓе да гледаат и да пратат дали има некои да Така е, земат. така. У наше време ние се боревме да искочи некоја информација за нас преку разни што се вика од уста на уста Ман. беше тоа. А немаше тогаш ни видео, ни highlights, какви? ни Instagram, ни Да. Facebook, ни немаше ништо, така да можеше да биде подобро со малце поише среќа, меѓутоа И вака е топ. да, пак ќе кажам тоа што зависеше од мене, лично како одлука, ја сум задоволен и се надевам дека ако нешто останало пропуштено за мене, дека на некој мој близок или некој што ќе биде у моје окружение, Господ ќе му врати, па може и Така да да. не е тоа спорт, нека биде само здравје и среќа Така. доволно. Така, мислам дека јас она што можам да го кажам дека мојот соговорник вечерва, а мислам дека сите го знаете во Македонија, има една прекрасна кариера и мислам дека многу деца и младинци треба да се угледат на него и да ја пратат таа кариера како што тој ја имаше и ден денес ја има и ја следи својата желба и својата страст кон кошаркава, така да Аце,
можем само ти заблагодарам што си бил мојот гостин и се надевам, имам многу теми и можеме многу Но, да збориме. ние сме били и соиграчи, сме така, били и противници. и се знаеме многу долго. Сме имале, да. Фала ти многу што дојде, ти Ми благодарам. беше чест и само да те поддржам. Јас кога видов прв пат дека се бавиш тоа покрај други работи Да. што си имаш, ти личи и си добар и мило ми е што ја поддржуваш нашава некоја да кажам Секогаш страна. ќе бидеме таа страна, Македонски знаеш дека сум специјал слаб, дете ми е и- тамо. Да, и тоа да, и па ќе кажем, имаме ние што да кажеме. Многу још многу Да, работи. имаш ќе ти раскажеме. пријатели, многу наши Така е. соиграчи И и ќе бидат тренери гости. и ова, да, и така да ќе многу го поддржувам проектов и треба и некој друг да се сети кај нас. Еве да кажам И да мислам дека ќе биде тоа добро. Да. Јас се надевам дека ќе бидат и многу други пријатели мои ги чекам тука во студио, ми ветија некој дека ќе дојдат, али мене ми беше чест да бидеш ти прв и сум ти ветил дека ќе бидеш Да, прв да, и да. фала ти многу што си дошол во нашата емисија. Ми е криво што го нема, го поздравам мојот пријател Марко Леповиќ, бидејќи он е се уште активен играч, има тренинг да. во Бујановац во моментот и меѓутоа ова е специјал како специјал за мак. Да, така. Баскет така и е. со Миголовски на поедна и со нашиот Аце Костовски. Луѓе, сачу мало да се пребаци на српски. Велики поздрав до сите луѓе во Македонија и све луѓе у Србија. Пратите нас на Инстаграм страници, TikTok, YouTube, где god нас има и поддржите нас. Велики поздрав луѓе и голем поздрав. Фала путом. Поздрав до сите.